Здраво, Македонија! Уште пред 2-3 дена мислев дека имам веќе доволно материјал за стендап за цел месец, можеби и за 2. Ама ѓаоло ни ора ни копа. Па ете, денес нов посебен прес, најубав прес. Одржа големиот и мудар премудар Венко Филипче и повторно ми отвори работ. Јас како и секогаш се жртвував за доброто на народот, бидејќи вие имате право да знаете што се тој кажал. И го изгледав целиот прес, за да не мора вие да го правите тоа. Па, да започнеме. Има една книга Илјада зошто, Илјада зато. Верувам добро е позната, во Македонија многу семејства се уште ја чуваат во библиотеките. Она што денес го представуваме е токму тоа. 1000 наслови за сите да се прашуваат зошто нешто се случува. За секој зошто има одговор за тоа. Денес сакавме да ви ги представиме дел од 1000 токсични наслови што успеавме за ова кратко време од вчера да ги собереме. Абе има и една книга Илјада зошто губите на избори и народ не ве сака, Илјада затоа, ама таа ја нема во вашата библиотека. Но сега ќе ни представите 1000 токсични наслови на медиуми, за да ја оправдате вашата хајка против неистомислениците на зборовите на големиот и премудар Филипче и неговата голема и премудра партија. Значи ова ќе биде едно забавно патување, луѓе, па да започнеме. Погледнете, вака изгледа секојдневието. На СДСМ, мој лично, вака се будиме, вака заспиваме, вака функционираме. Со ова се бориме секојдневно. Невистини, лаги, хајки, линч, навреди и така натаму. Ете, се буделе и заспивале со нас. Сега сваќате зошто на Драган емисијата се вика "Заспи ако можеш". ВМРО име нормално наменето токму за Филипче во денешниот ден, кој што е се уште премудари, пренајпаметен, да не заборавиме. И јас воедно затоа имам вечерно шоу, за да заспиваат со мене и денес ќе бидам посебно нежен, за да заспиат мирно барем еден ден во неделата. Нанули, нануна. Ова е нивно разоткривање. Зошто власта го прави ова? За дефокус од вистинските реални проблеми. Кој прави дефокус? Власта или вие кои се расправате со Геро, со Драган Милосављевич, со мене, со Ивона, со Лата, со Алфа, затоа што, например, имаме различни гледишта од вашите. И дали тој дефокус го правите за да не ве прашуваат подома зошто нема одговорност за најлошиот резултат во историјата на партијата, постигнат пред едно 2,5 месеци на избори? Сигурно не. Срам да ми е за овие зборови, за ова прашање што го поставив. Вистината е дека СДСМ победи и постигна одличен резултат на изборите. И кој не мисли така, тој е платен ВМРО-вец. Кога започна да се зголемува интензитетот на нападите врз мене и врз СДСМ, кога откривме дека постои договор мигранти за пари, кога почнавме да објавуваме бомби, 161 тендер за една фирма. Чек. Бомби да си објавувате, кашикари атомски какви сакате, органите на прогонот да си ги истражуваат и да делуваат ако има основ. Ама, мигранти за пари е лага демантирана и од Велика Британија, мајсторе, на која вие упорно инсистирате. И сега, ако го кажам ова јавно, дали е тоа уште една токсична вест која е напад против вас? Сигурно е. И мене треба да ми е срам поради тоа. Пипер в уста сам ке си ставам, абе сам ќе одам на голиоток како извини, ако го прифаќате, мислам. Најжестокиот удар врз нас започна по нашата објава за Алфа ТВ и нивната поврзаност со цела мрежа, што оди преку Белград, СНС, па до Будимпешта и Орбан. Сега да зборуваме. Ја разобличиле Алфа ТВ, нашата сакана Алфа. И народе, време е да ја слушнете таа најжестока анализа на СДСМ, после која дошол и најжестокиот удар кон нив. Следува младиот Јон Фрчковски кој ја разобличи работата. Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Денеска акт на СДСМ прави уште едно разоткривање. Во средината на политичко-финансиската мрежа на оската Орбан, Вучич, Мицковски, преку нивните партии, банки, бизнис интереси и лажни договори за реклами има и клучен пропаганден столб – Алфа телевизија. Почитуван Јон, добро вечерот, клучниот пропаганден столб Алфа телевизија. Те слушаме. Се надевам дека нема да не пореметиш до ниво на емотивна нестабилност, па да почнеме да шмрчкаме. Зошто оваа телевизија делува како политичка алатка на ВМРО? Зошто токму Жан Митрев беше искористен? Хај белја, сме го искористиле Жан Митрев ние од Алфа.
Мислите на човекот кој кажа дека сакале да го искористат судскиот спор против него за да му ја лапнат болницата? Интересно мајсторе. А сега, окей, кажи ни како другиот предмет на вашата хајка де новиве, Алта банка, односно банката што ја купи Стопанска банка Битола, е некако поврзана во овие опасни шеми. Не е случајно што кујните на ДПМН, порталите како Плюс Инфо и Експрес се преплавени со реклами од Алта. Дури и логото на Алфа и Алта банка се слични, сменети во истата година. Дел од анализата стана и рекламните банери по портали. Тоа е навистина моќен, уверлив аргумент. Ама ова за логото, тоа е најуверливиот аргумент дека Алфа ТВ, Алта банка се крунски доказ за оската Орбан Вучич Мицкоски како што ни цртаат од СДС. Сега ќе ви ги покажам и логоата за да ви е појасно. Еве ги логоата кои биле многу слични, а лево е Алфа ТВ во случај да не може да ги распознаете. Проблематично додуша е што логото на Алфа е сменето во октомври 2019 година, а Алта банка е формирана март 2020. Но да не навлегуваме сега во детали во ситници, сепак ни следува сериозна анализа овде. Дали сега се појасни навредите и нападите кои доаѓаат од Бетмен, Геровски и Вона Талеска? Не се појасни. Иако ова со логово сериозно ми ги подразјасни работите, но ќе ми треба уште малку појаснување, па те замолувам продолжи. Сега доаѓаме и до Жан Митрев, човек кој токму на Алфа ТВ започна црна кампања и јавен линч против председателот Филипче со изнесување на груби лаги. Добро, повторно сме кај Жан Митрев, преку кој некако сигурно ќе ја дознаеме вистината за Алфа и линчот против СДС, па да слушнеме. Освен што беше обвинет дека со умисло довел во заблуда 283 пациенти во неговата клиника, кои други активности го поврзуваат Жан Митрев со оваа политичка оска? Освен што тој обвини дека во рамки на тој судски процес Филипче и Заев пробале да му ја капарисаат болницата, ајде сепак да видиме како е тој поврзан во политичката оска Орбан Вучич Мицкоски. Треба да е ова интересно. Сепак ова е разоткривање, разобличување на Алфа ТВ како клучен фактор во пропагандата. Ајде да ги видиме овие активности на Жан Митрев кои ќе ни објаснат се. Тимот на болницата Жан Митрев ја представувал Македонија на меѓународен турнир во walking фудбал во Будимпешта 2025 година. Финансиран преку Македонскиот државен фонд за здравство. Еден од тимовите учесници на овој турнир е Фехервар од Унгарија, тим поврзан со поранешниот клуб Видеотон каде што играл Орбан. Киниши е вториот тим учесник на турнирот со Жан Митрев, исто така од Унгарија. Овде веќе морам да се вклучам и со коментар. А тимот на болницата Жан Митрев играл на турнир во walking фудбал. Тоа е инаку фудбал за возрастни луѓе без правење фаули. Тоа сега го дознавме. Турнирот, внимавајте, бил во Будимпешта и таму имало уште два тима од Унгарија. Големо откритие ќе да е во прашање. Јас сум засега шокиран. Да појасниме, Орбан е познат по својата обсесија со фудбалот, поранешен играч, голем фан и го користи спортот како дел од својата политика. Аха, и сега го искористил тимот на болницата Жан Митрев во walking фудбал на турнирот во Унгарија за што? За својата политика, политичко влијание во Македонија. Ништо не е случајно. Така е, а не случајно отишле да играат турнир во фудбал за возрастни луѓе во Унгарија. Не е тоа случајно. Прашање е дали кога бил во Будимпешта, Жан Митрев се сретнал со својот драг пријател Никола Груевски, голем помагач на неговата болница уште од самото основање. Сега се е јасно. Еве, значи, кои се тие активности кои докажуваат како Алфа телевизија е пропаганден столб и политичка алатка на ВМРО? На Алфа беше Жан Митрев кој ги обвини Филипче и Заев? Беше. Каде беше на друго место Жан Митрев? Во Будимпешта. Зошто? Да играат шутбал или walking фудбал. Кажавме спорт без фаули кој го играат возрастни лица. Ама кој беше друг на турнирот во Унгарија? Имаше уште два унгарски тима? Имаше. Едниот тим во walking фудбал бил
близок на ФК Видеотон, како го тоа да се изведува во реалноста, а во Видеотон некогаш играл Виктор Орбан. Ако ова не е доказ за оската Орбан Вучич Жан Митрев, не Жан Митрев, Орбан Вучич Мицковски, не знам веќе кој е оска, јас не знам што е доказ. Но не само тоа. Подсетува младиот Јон дека Орбан го користил спортот како дел од својата политика. Тука мислам дека е добро да ја завршиме ова анализа. Гениална, брилијантна анализа на Фрчко јуниор за Алфа телевизија. Мислам дека слушнавте доволно и што би рекле од СДС, разоткриени сме. И ние, и Жан Митрев, и Вокинг фудбал, и Видеотон, и Ференц Варош, и се ексик нека оди. Ова е една од најјаките истражувачки анализи во историјата на Македонија. Ма што Македонија? Светот бре не видел ваква политичка анализа во која тим на клиника игра меѓународен турнир во фудбал и тоа е некако поврзано со, како што велат, јавниот линч против Филипче. Кој според Жан Митрев сакал со Заев да му ја лапа клиниката во екот на судскиот процес против него? Немам дополнителен попристоен коментар од ова. Да се вратиме, ве молам сега на мастермајндот на јакиот Венко. Најжестокиот удар врз нас започна по нашата објава за Алфа ТВ и нивната поврзаност со цела мрежа, што оди преку Белград, СНС, па до Будимпешта и Орбан. И тргнаа со сите сили врз нас. Па како да не тргне човек со сите сили врз вас после една ваква анализа во која не разобличивте? Во Сдруженијата новинари гледавме последен зрак, надеж, дека ќе можат да се одбранат притисоците на ВМРО и да застанат на страната на вистината. Се уште чекаме одговор за поднесените 8 представки за навреди од страна на Геровски. ЗНМ гледале последен зрак надеж. Односно СДС бараат заштита од новинар кој го нарекуваат фрфлјо и го поврзуваат со диагнози како садист, психопат и така натака. Не се реагира ниту на сето ова што денеска го гледате собрано на едно место. Погледнете ги овие токсични, ужасни наслови. Тие зборови, изрази. Стварно бе, погледнете ги овие токсични наслови, зборови и изрази. Во кои официјални канали на СДС Алфа ја нарекуваат неофашистичка телевизија, а власта СДС ја споредува со третиот рајх на Адолф Хитлер. Не се неофашисти оние од Софија кои, разбудени после договорите подпишувани од СДС, заговараат анексија на Македонија, а Алфа била неофашистичка. Зошто? Затоа што Жан Митрев, кој да не заборавиме, играл мал фудбал во Будимпешта, односно под исто сонце со Орбан, соопшти дека сакале да му ја лапаат болницата среде судскиот процес против него, кој во најмала рака речено е сомнителен. Многу интересно. Можете ли да замислите како ние се чувствуваме? Леле, ќе се расплачам. Можеме, бе, мајсторе, како победници на изборите. Сигурно така се чувствувате. Другари, посетете стручен човек кој ќе ве легне на кауч во неговата канцеларија и ќе ви зборува убави работи, ако не може да трпите возвратна критика од луѓе кои имаат мислење за вашите активности, како на пример тие активности во кои Алфа телевизија ја нарекувате неофашистичка, а политиките на власта ги споредувате со третиот рајх кој убил милиони евреи во гасни комори. Може исто така да замислиме како сте се чувствувале кога сте го пишували и говореле ова што го наведов погоре. Веројатно како господари на вистината. Како велите? А нема што повеќе да се објаснува. Сега се е јасно. Разоткриени сте. И кога ќе добиете контракритика, плачете како мали бебиња. Како се чувствувале? Рече, дали можеме да замислиме? Можете ли вие да замислите како се чувствуваат фамилиите на оние изгорени луѓе во модуларната болница, додека вие повторно злоупотребувате нешто во политички поени, а на пример ужасот во Кочани за остварување на некакви политички цели? Можете ли вие да замислите? Можете ли да замислите како ние се чувствуваме? Дали некојаш сме изјавиле, рекле или напишале нешто вакво? Не. Си праша и си одговори. Човекот кој споредува политики на влада со политиките на третиот рајх на Адолф Хитлер. Плюс која ти оваа споредба? Ти водиш партија, не водиш третокласен жолт треш портал. Но и покрај тоа, медиумскиот центар ви наликува на моменти баш на третокласен жолт треш портал, кој секој ден тропа глупости за Вучич, Додик, Орбан и други работи кои немаат контакт со мозокот. И што треба да правиме на тоа? Аплаус на тераса секој ден во 6 за големото откритие за турнирот во мал фудбал во Будимпешта. Не е COVID 2020, мајсторе. Новинар има право да се занимава со работите на политичка партија. Тоа му е работа.
Партија може да одбере да се занимава со медиуми, но не би требало. Сега ќе ве подсетам на следното. Ајде прво Филипче од пред некој ден како вовет. Да ве молам да не му паѓате. Измени сметаат дека ваш договорот со Бугарија беше една од причините заради кои што ги изгубивте избори. Ова е реториката на ВМРО ДПМН. Јасно ја препознав. Дали вие би ги повториле дел од тие зборови, од тие соопштенија кои што се пишат? Престанете со пропагандата на ВМРО, ве молам. Пропаганда да би ги повториле. Престанете ве молам со фейк ньюс и со дефокусот, престанете. Нема да им помине дефокусот. Е као ова сега, дефокус, фейк ньюс, алфа, фейк ньюс. Мене ме обвинуваа дека имам куќе у нерези. Доаѓаше ваш колега новинар. Што се случи тоа? Ништо. И ова е истата работа. Дефокус, фейк ньюс, алфа, фейк ньюс, дефокус, фейк ньюс, алфа, фейк ньюс. Кога новинар поставува прашање кое не му се допаѓа, го квалификува како ВМРО-вска пропаганда, фейк ньюс, односно лажни вести. И каква фаца на згрозеност направи кога се спомна Алфа. Како Доналд Трамп од тему, кој исто така е познат како политичар кој брутално се кара со медиуми. На ова реагираше пријателот и колега Драган Милосављевиќ, кој на својот Фејсбук напиша: Филипче не е Трамп. И подолу во текстот стои: мислам на едноставниот факт дека Трамп е на позиција претседател на САД и поради тоа, што исто така е голема грешка, може да си дозволи луксус да се конфронтира со кого сака по се изгледа. Филипче пак е претседател на опозицијска партија во Македонија со најнизок рейтинг во нејзината историја и така натака и така натака. Значи, Драган пишува дека Трамп е претседател на Америка и поради тоа се конфронтира со новинари, што според Драган е грешка. Што направи СДС, плачливата, замислувате ли како ние нас, на оваа тема? Се обиде да ги изврти зборовите на Драган и напиша соопштение на официјалниот партиски сајт со наслов Алфа ТВ против Трамп, верувале или не. И во него стои дека по неуспешната акција на Жан Митрев во рамки на црната кампања на ВРМО, денес новинар на Алфа објави колумна против Венко Филипче. Симпатични овие од СДС го едначат Филипче со Трамп. Текстот им се вика Алфа против Трамп, а по прва реченица има Алфа против Филипче. Како е Алфа против Трамп? Преку текст на новинар на Алфа против Филипче. Ама блиски се Филипче и Трамп. На иста планета живеат, ало. И со заев се имаат поздравено и двајцата. Но, објаснуваат понатака и како е Алфа против Трамп. Па велат дека во реченицата во која Драган Милосављевиќ вели дека е грешка Трамп да се конфронтира со медиуми, фактички во СДС читаат на нивни начин дека според Драган грешка било што Трамп е претседател на Соединетите Американски држави. Туго несречо. Логично прашање е кого правите вие будала? Оние кои ве читаат, не бе мајстори, туку може само себе си ја се направите. И дали и оваа фраза за правење будала треба да ме направи да помислам како ве прави да се чувствувате? Вие прашавте бе како се чувствуваме ние кога ни менувавте име мајстори, кога потпишавте иста историја со Бугарија, кога се игра фудбалчиња по министерства и се купуваат трговски за 0 евра? Ве заболе таквото за сите македонци во тие моменти. Потоа па на македонците исто така ги заболе таквото за вас. И вие не се менувате, само сега плачете. Не се. После овој став на СДС за Драган и Алфа против Трамп, и јас немав што правам, па решив да влетам во мало објаснување за ова што го правите на Фејсбук. И напишав статус со наслов функционално неписмени фейк ньюзери, во кој им давам сличен пример со онаа реченица на Драган, за да ја разберат подобро неговата поента. Само во оваа реченица која им ја давам за пример, стои Филипче на местото на Трамп. И примерот во овој случај адаптиран би звучал вака. Во реченицата алудирам на тоа што Венко Филипче е претседател на СДС и поради тоа што е одлика на туп, глуп и неупотреблив идиот, тргна да се расправа со медиумите и да ги прогласува за фейк ньюс. Оваа односна реченица одвоена со запирки туп, глуп и неупотреблив идиот се однесува на расправањето со медиумите, а не на тоа дека е претседател на СДС, како што на Драган реченицата се однесува на расправањето со медиумите на Трамп, токму така, а не на тоа дека Драган сметал дека е грешка што Трамп е претседател на Соединетите Американски држави. Која беше реакцијата на СДС на мојот текст? Да, ја имаше реакцијата и на мојот текст. Големата партија продолжи да се занимава со, како што пишуваат на пар места, суперхеројот на ВМРО. Фала многу иначе. И објави соопштение и кон мене насловено со епскиот наслов Бетмен против ЕУ, во кој има куп глупости кои може да си ги прочитате на нивниот сајт, да не ве давам тука, или па може би јас ке ви ги појаснам во утрешниот стендап.
Алфа против Трамп, Бетмен против ЕУ, Жан Митрев на турнир во Будимпешта во Вокинг фудбал. Доказ дека СДС ја говореле само вистината. Ете, до тука дојдовме. И сега, одиме назад на денешната прекрасна, приубава, најголема, најпаметна пресконференција на Филипче од денес. Во дел од медиумите велат дека ние таргетираме. Кого? Оние што ова го пишуваат. Аха, значи вие е окей да таргетирате некој кој пишува нешто што не ви се допаѓа, ви ги повредува чувствата, ви го навредува егото, навикнато на галење, но не е окей ние да ве таргетираме за политиките од кои зависат нашите животи и за парите кои од нас ги земате. Па супер! Тие нам ни велат ве држиме на нишан. Кога некој застанал во одбрана на некого од нас. Ве држиме на нишан. Ви го пиша тоа Геро. Што направивте вие? Го пријавивте во МВР. Предупредување до чувствителните меѓу вас. Следната реченица може да ве повреди. Добро, тачни ли сте во главите? Во полиција го пријавивте Геро за напишаното ве држам на нишан. Што значи демек ве следам што правите? Или стварно помисливте дека Геро ќе направи атентат врз некого од вас? Ќе земе пушка берданка и ќе нишани кон вас? Уште еднаш, безчувствително да прашам, нормално ли е да го пријавите во МВР поради ова? МВР треба да ве одбрани од Бранко Геровски. Веројатно идеално би било, другари, никој ништо да не пишува критички за вас. Само да ве галиме и мазиме и да пренесуваме се што ќе измислите за мигранти, за пари. Бетмен против Супермен и Европската Унија, Алфа против Америка и што и да смислите во вашиот политички наратив. Жан Митрев против кошарката како доказ за поврзаноста на Орбан, Кина и високотуражните мотокултиватори во Северна Дакота. Зар мислите дека ова што е напишано на овие страници е човечки? Глупави, будали, јадете, идиоти и така натаму. Ова не постои никаде, ама баш никаде. Сакаш ли да споредуваме со наслови на новинари кои ви ги гланцаат вам, каков речник тие користат кон своите неистомисленици? Или подобро, да споредуваме каков е вокабуларот на Центарот за комуникации на СДС, кој своите неистомисленици Кошилегов и Јован Деспотовски ги нарекува предавници, квислинзи, при што Квислинг, не заборавајте, е соработник со фашистите, да подсетам. Ги нарекувате порочни луѓе, купени луѓе, луѓе кои поради долгови работеле против државата, бидејќи ве критикуваат вас, а вие сте државата, нели? А Геро го поврзувате со диагнози како садист и психопат. Па знаете ли што ќе се случеше во обратниот случај? Ако ВМРО земеше да нарекува некој, например, што се вика Тричко стара штичко, дека е психопат и ненормален, ќе имаше само запалување на граѓанските борци за слобода на говор. Прес ке држевте во одбрана на слободниот говор. Сега дозволете да прочитам, поточно да цитирам најавата за мој линч, повторно уште на 19 декември минатата година. Венко Филипче, кој што треба да одговара за криминали, од набавка на вакцини до клинички центри. И ова е најава, ако сакате така да ја наречам, на ваша колешка, председателка на едно од така наречените независни здруженија новинари. Не само тоа, СДС на нивниот YouTube канал и ја објавија таа најава за линчот против Филипче, како што тврди тој самиот. Па, да ја погледнеме, другари. Венко Филипче, кој што треба да одговара за криминали од набавката на вакцините до клиничките центри. Ете, ова било најава за линч против Филипче. Ако новинар напише или каже личен став дека Венко Филипче треба да одговара за криминали во набавка на вакцини и околу клиничкиот центар. При што новинарката, а имено Ивона Талевска, во вашите соопштенија ја подпишувате деновиве како Ивона позната по врската со Латас. И сега, ако медиуми земат да пишуваат по какви врски е познат председател на СДС, што ќе биде тоа? Нова пресконференција со плачење за вашите чувства? Заборавивте кога истата Ивона ја пуштавте на оние бомби, пресови, па после хехенца правеше вашата активистичка ергела со нејзините гаки? Или тоа тогаш беше смешно? Памтите кога Нино Тодоров го нарекувавте доктор Смрт, па после дедото на малечката Тамара пукаше со гасен пиштол кон него во глава и ово едва и се спаси можеби и од живото загрозувачки повреди? Или и тоа вие смеете да го правите, а други не смеат да пишат или да кажат дека треба да одговарате за криминал, ако има, односно треба орган да истражи, па ако има криминал да има одговорност. СДС смее да кажува секој ден ово е криминалец, ово е против Америка, оно е против ЕУ, ово изема криминални тендери, а никој не смее да каже нешто против Филипче, бидејќи тоа било најава за линч. Инаку она позади Филипче на екранот, тие тешки, токсични, како ги нарече наслови, ги објавија на нивниот партиски вебсайт. Сега ќе ви ги покажам, да го видите вие тој линч за кој зборуваат, тие токсични наслови.
Еве на првиот слайд, горе лево имате, си пишува дека е пренесен став на ВМРО ДПМНЕ. Па ја имате Кузевска со наслов во Дон Кихотовска битка со мигранти. Па прашање дали Коцевски заташкал над 40 предмети, повторно прашање поставено од ВМРО ДПМНЕ. Па имате наслов за пресовите на Венко во кој го плашеше народот со мигранти. Па повторно став на ВМРО, па уште еден став на ВМРО. Значи во овој слайд поголем дел од насловите токсичните се наслови по медиуми од пресконференции и ставови на ВМРО ДПМНЕ. Што не смеат да се пренесуваат истите? Тоа ли е навредливо за вас? Или Геро ако пише дека пак си играте со бомби, тоа било навреда? Или дека после 7 години власт од опозиција се сетивте на решенија за чист воздух? Или дека ги плашевте граѓаните со мигранти, а ги плашевте? И тоа ли не смееме да го помислиме, не де Боже кажеме? Па јас мислам Голи оток треба одма за сите кои вака пишуваат. Сакате ли уште да видите страшни наслови, страшни соопштенија кои ги повредуваат чувствата на предавничките леле уста гомна да ми едев, на прекрасните велелепни умови од СДС? Повелете. Горе лево, став на премиерот Мицкоски. До него, се сеќавате ли на славното Have a New Year на Заев? И ова е навредливо. Jesus. Патем 3 дена подосна, на 16.1. ова објавено, 3 дена подосна и Венко не подсети на ова изјава со неговото Бог се роди кажано на богојавление. Не и се. Горе десно, став на Бране Петрушевски од ВМРО. Втор ред. И Венко дел од рекет шемата. Фотка од домот на Боки 13. Тоа е наслов поврзан со документарецот на Боки кој го објави пред Нова година, во кој тој објави слика на Венко Филипче од неговиот дом и кажуваше некои други интересни работи со кои обвинител може да се занимава ако посака. Друг наслов, губитникот Филипче не дава оставка. Има ли нешто грешно тука? Има, окей, ти си сепак победник на локалните избори. Наслов, фалшиви бомби на Кузевска. Кога објавија соопштение за некој тендер и влегоа во офсайд, лажно поврзувајќи некој од компанијата добитник дека бил студент на машински на премиерот Мицкоски. Наслов, СДС во карантин. Не се мешаме со криминалци. Ова е за лидерската. Што е спорно? Карантин? Што требало да стои? СДС со одличен потек? Па како смеел новинарот да помисли дека не е одличен потек вашето отсуство од лидерската? Стара плоча, нови будали во СДС. Разоткриени се. Колумна на Бранко Геровски со наслов во кој го исмева на разоткриени сте, кој го ставате на секое соопштение со куп глупости, особено кога напаѓате новинари. И така натака, и така натака. На вистина бе, колеги новинари, помислил ли некој на чувствата на луѓето во СДС кога пишувате вакви наслови? Макар тоа биле пренесени ставови на политичари. Или пак, ете, замислите ваши лични новинарски ставови. Како бе не помислите малку на нивните емоции како луѓе, не како политичари? Ете, имаше еден опасен наслов, бојкот, раскол или бунт во СДС, пратениците не се појавиле на работното место. Таков беше насловот. Па како може да поставите вакво прашање, срам да ви е? А замисли да пренесете нешто што пратениците периодов сами го кажуваат позади камери, дека се башка екипа со централата, а партијата во моментов им личала на Доел. Тоа ќе предизвика таков емотивен траур и ќе мора да одржи прес Филипче за да ве дисциплинира. Бездушници едни. Може ли уште малку, ајде да ги видиме сите наслови кои ги издвоија? Еве го горе лево Чаве од Република кој кажал дека Филипче може да победи само на избори за куќен совет во Дубај. Срам да му е. Наслов, Домија напушти СДС. И за ова луѓе не смее да се пишува, окей? Последно во првиот ред. Вест за односот на СДС кон Деспотовски, кој беше наречен внатрешна инсталација на ВМРО поради неговиот став против светиот и премудар Венко Филипче. Како смеете луѓе ова да го пишувате? Вест на Експрес за анкета на некој мистериозен институт, на која анкета воделе на локалните во Охрид, што е очигледен фейк нјус, ама сепак не е добро да се руши победничката атмосфера пред избори. Следен ред, прес на Александар Николовски, па имате став на ВМРО, па следно колумна, личен став значи на Бранко Геровски, откако да подсетиме беше наречен инструмент на ВМРО. Следно, пак од Плюс Инфо, наслов дека на коктелот на СДС пред Нова година ги немало оние кои СДС ги нарече предавници и соработници со ВМРО, како и блиските на Бранко Црвенковски. Па не смее ни вака да се пишува, окей? Ако пишевте, на коктелот на СДС ги немаше луѓето кои немаат квалитетен политички став. Тоа ќе беше добра вест. Вака, Голи оток. Следно, сите на лидерска, само еден на дилерска. Ова е непрецизен наслов, тоа е точно. Треба да се наведе дали се работи за дилање на визи, автомобили, животни осигурања или на тоа дека во извршниот одбор на Венко има лица кои познаваат некакви дилери. Што бело надвор, што бело по затвори. Океј, следно, вест за дуи во лотарија од времето кога СДС беше во, како до сега, молчалива љубов.
што и новото СДС на Венко си го признаваше низ интервјуа. Пазете, а вие сега оваа навредлива вест. Подпредседателот на СДС од јахтата на Заев вели, техничката влада мора да остане. Па како смеете да пишете вакво нешто? Јасно се гледа дека не ручаат на јахтата, туку во ресторан на брегот. На јахтата си беа сами. Што да кажам, навреда, ерес, повреда на чувства. Под оваа вест, друг наслов. Филипче бил на домашно гравче кај Вучич во прашална форма. Стоилковиќ разоткрива зошто Венко пушта отровни гасови за српскиот свет. Инаку, и 6-7 дена подоцна од емисијата, од мојата емисија, кога Иван Стоилковиќ кажа дека Филипче јадел гравка и Вучич, Филипче нема демантирано дека бил во домот на Александар Вучич и јадел домашно гравче. А денес го цртаат Вучич како бабарога во нивните соопштенија. И десно долу во аголот, повторно од мојата емисија од минатата недела, наслов. Заев и Филипче правеле притисок врз Жан Митрев да му ја преземат клиниката. Во прашална форма. И ова е навредливо за Венко. Океј, пренесување на став на Жан Митрев, кој во мојата емисија одговори потврдно на ова прашање. Ама мислам, како смеел човекот. При тоа, рече дека имали некои пишани траги за ова, кои веројатно допрва и ќе ги видиме. И сега? Сега има прашање за сите нас, ценетиот премудар, најпаметен, најмудар и најак Венко Филипче. Дали е сега појасно, кога велиме дека е се сценарио смислено и координирано? Мене не ми е појасно дека е се сценарио. Вие сте вие сте академици, ако мислите дека треба да има некаков посебен сценарист за да ги лови грешките и глупостите, вештите потези на политичка партија која правела што правела во Македонија. Не треба сценарист, мајстори. Потребни се очи, уши и функционален мозок. Во тоталитарен комунизам, ако ги преиспитуваш, умислените величини се одело на голи оток. Ама јеби га, не е тоталитарен комунизам повеќе. Џабе држите до тие стари навики. Особено што политичка партија во случајов решила да се пресметува со новинари и медиуми, глумејки жртва, дали мислите на нашите чувства, додека пак директно ги навредува. Што е ова? Порака дека еден ден, ако дојдете на власт, ке не палите по плоштади? Мајсторе, никој не ви се плаши. Со таквите методи, периодов, изминативе 7-8 години, изградивте генерација на таков отпор, што само веројатно тенкови во 41 може да бидат сериозна закана. Иако и тие тенкови знаете како завршиле. Денес ги викате администраторски. Чисто да подсетам нешто околу фейк ньюзот. Оваа количина омраза не може да постои кај независен новинар. Ова може да го каже само лице длабоко поврзано со ВМРО. Океј, ако така ги делиме работите, имам лоши вести согласно изборните резултати последниве години. Многу малку лица во Македонија се длабоко поврзани со вас. А ако е омраза насловот Have a New Year на Заев или Филипче јадел гравче кај Вучич, веднаш да се обратиш до Европскиот суд за човекови права. Ама ја разбирам логиката, да подсетиме луѓе. Па за Петре Шилегов напишавте вчера дека бил против тебе затоа што имал пороци и имал долгови, односно бил поврзан и Шилегов со ВМРО. Патем кажано од партијата, чиј председател денес на времето беше советник на министер од ВМРО, кој денес секој став кој не му се допаѓа го поврзува со ВМРО. Следно? Потоа, врз сето тоа следуваат организирани напади врз нас и однатре, со луѓе кои се купени, некои уценети. Ете за ова зборам. Купени или уценети, ако имаат различен став. Пази, океј, тоа дури и да го кажеш како твој личен став, твое право е. Ама да го кажеш тоа и паралелно да тврдиш дека ти си жртва на говор на омраза, на линч, па тоа е трагикомично. Кога видовме тоа веќе, емисија оди во живо, паралелно на емисијата излегуваат вести на портали под контрола на ВМРО. Мисли на Петре Шилегов, кој беше гостин на Телма синоќа, и додека траела емисијата интервјута на Шилегов, портали ваделе вести од неа. Како смеат! Никој не треба ни да го гледа Шилегов, ни да прави вести од неговите зборови, бидејќи тој е купен, порочен, задолжен и по најново ВМРО-вец. Тоа е демократија, луѓе. Уште Телма да ја пишат како дел од алфа, алта, шемата и да си ојме дома сите. Она што е важно граѓаните да го знаат. Ајде, кажи што е важно. Односно, која е апсолутната вистина во која, ако не верува некој, тој е длабоко поврзан со ВМРО. Додека се објавува лажна вест, во позадина се одвива кражба. Океј, мислев дека ќе е нешто по-епско, искрен да бидам. А при тоа, паралелно на тоа, Мицкоски на средба во Давос преку посредничка компанија договара мигранти. Ова не е фейк ньюз, нели? Мицкоски на Давос договарал мигранти.
Каде е доказот за тоа? Нема. Филипче така вика и само тој ја говори вистината, окей. Ако пишете дека може би лаже, тоа е говор на омраза и повик на линч. Лесно е. Така оди тоа. Кучињата си лаат, караванот си врви. Овде нема омраза во тоа што Венко зборува за кучињата кои лаат, во контекст на портали кои ваделе наслови за да ве замајувале од активностите на Мицкоски во Давос за мигрантите. Ако некој помисли дека кучињата кои лаат се можеби новинарите, не, тоа не е навреда, тоа е народна поговорка. Ама ако некој за вас напише дека сте кучиња кои лаат за вас во СДС, тогаш ќе направиме нов през во кој ќе кажеме дека ни се повредени чувствата. Патем, разочаран сум што не ми ја следите емисијата поредовно, поревносно. Толку убави навреди и повреди на вашите чувства имам пласирано од позиција на човек, на чии чувства не сте мислеле многу кога сте ме пикале по затвори, никога го менувавте личниот опис на Македонија. Жал ми е што не ве допреле моите емисии, се осеќам малку празно и нереализирано, но ветувам дека ќе се потрудам уште повеќе. Се додека на политичката сцена има луѓе како вас, на кои патриотизмот не им приличал и се спремни да жртвуваат се, особено да жртвуваат нешто што не е само нивно, за да се исполнуваат желбите на нашите добри соседи. Ајде сега уште малку плачење. Бевме конструктивни во однос на запирањето на проектот Мигранти за пари. Понудивме резолуција што сакавме заеднички да ја подпишеме и поднесеме во собранието, за да ја обезбедиме безбедноста на граѓаните. За возврат од тендер коалицијата добивме декрет по примерот на Третиот рајх, со кој се забранува слободата на говор. Ете, се што ви зборував досега сублимирано во две реченици. СДС кој ги плашеше граѓаните дека безбедноста ќе им биде нарушена, дека им е нарушена, бидејќи владата ќе увезувала мигранти од Британија, подоцна за насловот по медиуми СДСМ ги плаши граѓаните со мигранти. Вели дека е говор на омраза. Ја споредува власта со Третиот рајх на Хитлер кој убил милиони евреи во гасни комори и истовремено вели дека му била забранета слободата на говор на пресконференција на која покажува наслови на вести од медиуми кои веројатно не треба да постојат, односно кои би ги забранила ако може. Бидејќи да се подсетиме, слободата е робство, војната е мир, незнаењето е сила. Само Орвел може ваков ум да објасни. А ако некој пише дека Венко правел некакви зулуми, тој е антидемократ кој ги повредува чувствата на опозицијата. И ако јас кажам дека договорот за заедничка историја е предавнички, јас сум исто така против Европската унија и треба да бидам пријавен. На голиоток веќе бев малку, јеби ga. Исто така, за искажани зборови кон овие осетлививе демократи во 2017. Кој пак нешто да зборови за своите противници? Како да бидеме конструктивни со подршка на ваква организирана криминална група? Сега, Венко ако каже овие се криминалци, тоа е во ред. Може да има и таква вест по медиуми, да има таков наслов, ама ако друг каже Венко е криминалец, тоа е повик на линч, повреда на човекови права, навреда, повреда на чувства, хајка, кујни на ВМРО, петоколонаши, Третиот рајх, крај на светот, што би рекол Орвел, уште еднаш да го цитирам. Сите животни беа еднакви, ама некои животни беа поеднакви од другите животни. Тоа не се вика конструктивност, туку соучесниство во криминал и корупција. Ние тоа го одбивме. Контролираната опозиција видовме отиде на таа средба. И видовте дека ништо не се договори. Затоа што целта не беше договор, туку давање легитимитет на оваа тендер коалиција. До вчера викаше дека лидерската била за да се распишеле избори. Сега вика дека била за давање легитимитет на криминалната коалиција и дека левица и дуи биле контролирани од ВМРО. Некогаш коментар не е потребен. Не треба ни да се каже: "Еј мајсторе, чекај се. Значи признаваш дека беше лажна вест тоа за изборите на лидерска?" Не, нема потреба ни тоа да се каже. Не го кажувајте тоа, луѓе. Поштедете ги чувствата на еден политичар. Чувства нежни како кокич. Како што тој ги штеди чувствата на Али Ахмети во примеров, например. Познат по "О христијан, кекса гурабија", кого Венко го нарекува контролиран од криминалното ВМРО. Почитувани присутни, почитувани граѓани, за крај на оваа пресконференција сакам да кажам дека уште денес ќе се обратиме до Европската унија, до низините институции, како и до сите други меѓународни организации за заштита на слободата на говор и слобода на медиумите. Ова нема да не запре. Сега сме посилни, затоа што ова е јасен показател дека сме на вистинскиот пат, на патот на вистината и на правдата,
а правдата ќе победи. И вистината и правдата е венко. И сите треба да тргнете по патот на венко, зашто тоа е вистината и правдата. И ќе победи. Ама прво ќе се жали во ЕУ од новинарите безобразни кои му ги повредуваме чувствата. ЕУ ќе му каже на Трамп, Трамп ќе ги пушти Делта Форс да не киднапираат сите и правдата ќе победи. Добар план. Еве го аплаузот за Венко. А сега одиме на разговорот во студио. Вечерва со прекрасниот и голем научник, професор доктор Стојко Стојков, кој на специјален начин ги анализира историските позиции на најдрагите комши, особено од Исток, и ги објаснува со докази и факти. Војводата од Пиринска Македонија, новиот придружен член на Македонската академија на науки и уметности, и вечерва ќе држи час. И најтопло препорачувам да го проследите. Секогаш, ама секогаш вреди. Останете со нас. Започнуваме веднаш. Вечерното шоу продолжува со разговорот во студио. Од лани не сме видени со мојот вечерашен гостин и се радувам што ете на стартот на годината ќе имаме прилика повторно да разговараме и се надевам дека оваа година уште почесто ќе се гледаме со професор доктор Стојко Стојков. Добро вечер, добре дојде. Добро вечер, мило ми е да бидам тука. Како си пројде за празниците, прво да те прашам? Тешко. Тешко, така? Во позитивна смисла. Од маса на маса? Да. Така се добива маса, а не добро. Како е во соседната ни држава овие обичаи, традиции, Бадник, Василица, постојат, не постојат? Па да, постојат. Паричка, кршење и така натаму. Конкретно во Пиринска Македонија се ги имаме старите традиции, се уште само што е по-новиот календар се смени. И да, се има паричка, Бадник, навечер на Бадник. На Бадник паричката е кај вас? Да, на Бадник паричката. Нема она дилема дали на Бадник или на Василица се... Мислам дека има некој кој што има дилема за тоа кога се прави така наречената сурва, тоест кога се одат деца и одат луѓе за пари. Тоа се прави и на Божик, тоа се прави и на Василица. Има две традиции. Но секој регион си е различен. Добро. Вечерва продолжуваме кај што застанавме минатиот пат, така со на вонредна тема која те замолив да работиме пред 2-3 емисии, а здравје Боже дали од идниот или од поидниот пат ќе се вратиме пак назад на многоимените други на твоето епохално дело. За мене сега ти имаш право да си скромен како што си, јас имам право да ја кажам вистината. Секој има право на мислене, така. Точно така. Зашто да, повели, дај вовет. Значи, ги прекинавме привремено многоимените други за темите кои што се за отоманскиот период, бидејќи имаше големо интересирање и ние зборувавме веќе и сега на почетокот ќе припамтам што зборувавме, бидејќи е важно тоа луѓето да го запаметат, бидејќи не се разбира многу пати. А потоа ќе влеземе веќе подлабоко овој пат за како пропагандите имено навлегуваат конкретно и можеби и за тоа како всушност се појави македонскиот национализам во чиста форма. Супер тоа интересно. ќе биде ова тема. Следниот пат ќе завршиме имено пак со слични теми кои што да покажат и слабоста на пропагандите, колку тешко и како вештачки се градат овие работи со странско влијание и многу други работи кои што слабо се познават, ама се многу важни за да се минатиот пат кога завршиме, се сеќавам беше како кога завршува прва сезона на некоја многу интересна серија, едва и чекаш да видиш како ќе продолжи наредната сезона. Кај нас не мора да се чека година и пол како што се чекало за не знам, Game of Thrones, туку еве вечерва продолжуваме со супер интересниот дел. Така да the floor is yours, што би рекле професоре. Спремни сме, Македонија е спремна за твојот вечерашен час. Сега, да припамтиме што беше минатиот пат. Зборувавме за поимот бугари и слични на него во отоманскиот период и тогаш обрати внимание со многу извори, се покажат дека тој има три различни значења. Едното е милетското значење. Тоа е во Османската империја секој човек морал да припаѓа на милет, кој што не значи народ како што денеска се преведува во турски јазик, туку тоа значи припадник на религија или религиска организација. Државата има, да го наречеме по-модерному, регистрирани официјални такви религиски организации и секој мора да припаѓа на една од нив. Не може да не припаѓаш, бидејќи ако се атеиските убијат,
Тоа е апсолутно надвор од законот. Значи тоа денеска не е нешто слично. Денеска можеби малку наликува тоа со мобилните оператори. Сакаш некеш мора да бидеш од еден од нив. Ако не сакаш да живееш длабоко во шума без надвор од општеството, мора да се запишеш кон било кој оператор. Тоа не значи дека тоа е твој баш идентитет, дека тоа е твојот избор, дека ти умираш од љубов спрема овој оператор. Можеби си многу гневен на тој оператор, ама изборот е да појдеш кај другиот или кај третиот, а не се многу различни. Значи верски оператори. Да, тоа се верски оператори, можеш да бидеш, а и многу често тие не се ги прифаќале клиентите толку лесно. Така што мора да бидеш сега, ако си православен христијанин, мора да бидеш од Рум-милетот или од помалите православни цркви, какви што се Српската Печка патриаршија или од Охридската архиепископија, која што го носи во името од средниот век Бугарија, и затоа кој што е припаѓал кон неја бил Булгар Милет. И такви луѓе најдовме во Босна. Има во Босна, има насекаде каде се шири таа црква, таму има Булгар Милет. Кога таа исчезнал, Булгар Милет нема. Објасниме зошто е Охридска архиепископија и на цела уште од Бугарија. средниот век и цела Бугарија, таа факела цела Србија и така натаму и не е воопшто етнички поим. Значи, дека отоманите фактички го домакинуваат тој Па тоа со црква да си доаѓа. Да. Нели? Со црква да си доаѓа. Не дека не користела и македонска, имало и нели дека и на Македонија архиепископ и така натаму го има и тоа, но официјално титулата на архиепископот, дури не на црквата на архиепископот, е архиепископ на цела Бугарија, Пасас Вулгариес, и од тука доаѓа тоа име. Тоа е едното Тоа е значење. цела Бугарија, не? Едното значење како припадник на Милецко. Милецко, да, на верската. Тоа ќе се врати кога се создава екзархијата. И тогаш секој кој што ќе биде член на екзархијата, вклучително и ромите од Штипско, да речеме, кои што има православни роми, познати како караци, тие исто така се бугари регистрирани. Затоа што тоа не е етничка припадност и властите и сите се регистрираат според црквата и според тоа тие се Булгар Милет. Повеќето македонци биле Рум Милет, кој што е Цариградската патриаршија. Тоа е едното значење. Добро. Второто најмасовно значење, бидејќи тоа е значење, тоа е за турската администрација, генерално или за странци што патуваат овде. Сега најмасовното значење и тоа е како бугари, тоа е селанец, земјоделец без разлика на етничка или верска припадност. Прочитавме минатиот пат дека, да речеме, во Битола, дури и турците што биле во селата, муслимани, и биле викани бугари. Значи тоа е такво најмасово значење, значи селанец. И третото имаме едно елитно значење, домашно, кое што е под влијание на средновековната византиска традиција на грчки јазик и тоа се однесува генерално на сите словени. И во рамките на таа традиција видовме дека и во османскиот период како болгари, тука користат болгари, не бугари, болгари или вулгарос на грчки, се означувани луѓето и јазиците во Чешка, во Русија, во Србија. Така продолжува до 19 век вклучително. Кај што фактички на словените им се лепи таа етикета, тоа го пред се прават под влијание. Византија го прави во 11-12 век, кога имаме имено Охридската архиепископија на Пасас Вулгариес и кога таа е единствената институција која што го користи словенскиот јазик во рамките на Византиската империја и од тогаш тие двата поими стануваат исти и затоа во византиски, да речем, ние немаме српски јазик во византиските извори. Тие се зборуваат бугарски. Исто така во Мала Азија луѓе преселени уште од 7 век словени, кои што се уште зборувале во 13-14 век словенски, се тврди дека зборувале бугарски. Вулгарико. Значи тоа станува нешто како византиска терминологија. Браќата Грци, односно се погрижиле. Да речеме, не се тоа грци, тоа се ромеи, но го користат грчкиот јазик и бидејќи Византија е империјата, православната империја, таа зрачи со огромна културна мок и тоа поминува кај некои словенски автори од 14 век понатаму. И сега за да припамтиме да не е така тоа на голо слово, ќе прочитаме во средниот век и после во отомански период како се користело во грчки и во словенски извори. Зошто? За да покажеме не само дека се синоними словени и бугари во овие извори, но дека исто е многу важно се верува дека не е тоа бугари еден народ. Тоа се многу народи. Словенските народи наречени бугари. Сега ќе видиме тоа. Одиме во изворите. Да, да прочитаме. Добро, може лаптоп. Насловот е Бугари како збирен поим за словенските народи. Имаме извори на грчки јазик од 11 до 14 век. Сега ќе го погледнеме и лаптопот на екранот. Извори на грчки јазик 11 и 14 век. Пространо житие на Свети Климент. Така. Родот словенски, тоест бугарски, или родот на словените, тоест бугарите? Да, го имаме и тука на грчки, тоа е од Теофилакт Охридски. Гледаме дека тие се еквиваленти. Не дека бугарите се словени, туку словените, бугарите е едно исто нешто. Разбирам. Понатаму во краткото житие. Краткото житие на Свети Климент.
Таму стои: овој голем наш отец и светилник на Бугарија, пород беше од европските мизи, кои многу луѓе ги знаат како бугари. Значи, мизи и бугари гледаме дека во тој и не само тој извор е исто. Еве сега следното е важно. Свети Методи е учител на мизиските етноси, а Свети Климент водач на сите мизиски народи. Значи, гледаме дека бугари, мизи, всушност е име за повеќе народи. И тоа е во житието Димитар Хоматијан. И сега продолжуваме понатаму во грчката служба на Свети Климент. Служба на Свети Климент стои: благодатта си ја донел на етносите на мизите. Етносите на мизите ги очисти со крштевање. Ги упати мизиските етноси кон божествената вера. Поново гледаме дека тоа мизи и бугари, кој што е синоним во тој случај, е се повеќе народи. Не еден. Етноси или народи преведено. Еве еден надпис имаме. Надпис од 1317 година во Охрид на архиепископот Григорий. Григорий, откако подигна Скинија, мизиските етноси ги поучува. Точно. Значи, гледаме дека во византиските извори, особено сите овие се од Охридската архиепископија, мизи, бугари како синоними, тоа е збирно име на многу народи, не на еден народ. Значи, немаме бугарски народ. Сега тоа поминало во словенските извори во 14 век, тука имаме два примера, ќе ги дадеме. Извори на словенски јазик, Солунска легенда, 14-15 век. Таму стои: земјата опширна и народите словенски наречени бугари. Тоа е сосема јасно. И легенда за Сивила од истиот период, прв е родот на словените, тоест бугарите. Значи, гледаме дека уште во средниот век таа терминологија и идеја дека бугари е име на сите словени и на сите словенски народи, веќе е не само домакинета како единствена во Византија, но веќе и во некои словенски избори, не во сите. Во некои веќе е навлезена. Понатаму ние видовме во минатата емисија дека тоа продолжува во текот на отоманскиот период, како зборуваат за дека чесите имат бугарски јазик, нели, за рускиот јазик дека е бугарски и така натаму, и старословенскиот и црковнословенскиот болгарски. Тоест, значи имаме таа генерална ситуација во која што имаме синонимна употреба на поимот болгари за словенскиот јазик и за сите словени. И сега ова продолжило во 19 век и до голема степен е поддржувано од се истата мокна, не дека пропаганда, не е точно се каже, културно зрачење на Цареградската патриаршија како наследник на Византија. И тука имаме еден извор кој што ќе го видиме за да видиме дека и во средината на 19 век продолжува тоа сваќање кај грчките автори. 19 век. Танаси Пароски, Небеска криза, второ издание, Атина 1850 година. Да, тогаш и песната. Ова е дел од пофална песна. Кон пресветлиот град Солун, што ги роди богоносните и рамноапостолни проповедници на Бугарија Кирил и Методи. Еве зашто зарад твојот Кирил и зарад брат му, тебе ти се поднесува благодарност од сите бугарски етноси. Гледаме дека поново бугарите се етноси, повеќе бугарски етноси постојат. И сега она кој што е интересно во случајот е да се види како го превел, да видиме следна страна, Јордан Иванов. Кој беше Јордан Иванов? Па тој е еден од големите бугарски научници и многу заслужен за бугарската пропаганда. Тој има издадено книгата од која што земаме е Български старини из Македонија. Од Македонија и во неја собрал се што може да собере да докаже дека Македонија е бугарска. И сега да го видиме неговиот превод, кој што е многу интересен. Ето е во превод таа пофала. Кон пресветлиот, така треба да го... Не целото долу, а го имаш долу преведено? Долу како подцртано. Аха. Од всички български племена. Гледаме големата промена. Значи оригиналот може исто така да се види, тој го има напишано оригиналот горе, е етноси. А дека тој го народи. Тој го правил како племиња. И тоа менува се. Значи тој си го прилагодил изворот дека сите народи фактички тоа е еден народ со многу племиња. Всушност не е така, тоа се многу народи. Чи босанците се бугарско племе. Така сега не, тој не стигнал таму, сакал да имплицира дека се зборува за бугарскиот народ како што тој си го замислува, ама се спомнува дека тој имал племиња. Нема никакви племиња. Мислам и во 19 век за племиња да зборуваме смешно, нели? Се зборува за сите словенски народи. И видите го текстот, тој е пофалба за Свети Кирил и Методи практично. Нив ги фали, како апостоли на сите бугари, на цела Бугарија. Тие се на сите словени. Тие никош не биле во Бугарија, тие биле во денешна Чешка и во Словачка. Таму биле. Значи, се станува збор поново не само за синонимна употреба на булгарос за сите словени, но тука и за словените како повеќе народи со едно општо име бугари. Значи до средината на векот ние гледаме истото и гледаме како некои автори ги прилагодуваат работите. Сега тоа не е познато на сите, но
а и на можеби некои млади научници, едно од најважните работи кога се истражува нешто, и тоа не е само за историчарите, е да најдеш нешто кое што не се напаснува, нема место. Нешто не е во ред. Добро. Да речеме, така сме стигнале до откритието дека Земјата не е центар на Вселената и Сонцето не се врти околу неја. Зошто? Имало теорија која што објаснува се. Може да предскаже секој затемнување на Сонцето, каде ќе биде секоја планета или звезда во било кое време. Тоа била скоро перфектна, Птолемеевата теорија 1500 години перфектно работела. Зошто паднала? Затоа што најдобрите научници, такви како Галилео, како Коперник, виделе дека во еден многу мал дел таа не може да објасни некои движење. Едноставно не може. Заради тоа нешто тие копале и разбрале дека има нешто големо. Слична работа е со историчарите. Значи, кога ќе најдеш нешто кое што нема место, едноставно во сликата што сме ја насликале, никаде не се вместува. Ако си добар историчар, како што биле научници Галилео и Коперник, ќе побараш зошто одговорот. И во тој случај имаме таков случај. Ако види дека бугарските народи многу ќе почне да копа и кога најде други такви работи, авторот би стигнал тоа дека тоа е име на повеќе народи, на сите словени. Значи, ќе ја свати вистината. Другиот начин е да направи како што постапил Јордан Иванов, да ги малце овој мал елемент во мозаикот ќе го скршиме малце, ќе го отераме за да го пикнеме кај што ние сакаме. На кратко може само да подсетиме, нели, Бугарија, прво царство, второ царство, нели, тоа е и империјално име во одреден период, но кој е главниот мотив? Зошто византиците, ромеите, каде што доминантен е нели грчкиот јазик, оние кои што не го зборуваат грчкиот јазик, односно зборуваат на словенски јазик, ги нарекуваат токму вулгарос. Па тоа се случило имено зарад Охридската архиепископија. А пак не, таа го добила името по катепанатот Бугарија. Таму речеле византиците како поразиле Самуилото царство да го крстат западниот дел на Балканот. Не Бугарија, бидејќи таа не влегува практично освен Софија во таа територија, но тие имат една таква традиција, византиските автори и администратори, тие не ја почитуваат традицијата реално. Тие во 8 век создаваат тема Македонија каде во Тракија. Да. Не им било гајле што Македонија е Тракија, а сега пак создаваат во Србија и Македонија па Бугарија. Мислам и со тоа заборавиле целата своја традиција од 10 век дека бугарска земја е имено во Добруџа. Гајле им било, затоа тоа се администратори, ја преместиле овде. И сега кога тоа го направиле, тие крстиле црквата Охридската архиепископија, ја крстиле по катепанатот, затоа една цела Бугарија, и таа цела Бугарија не вклучува Бугарија. Тоа е Србија, Македонија и некои други територии. И сега, откако насекаде на друго место словенскиот јазик не се користел, старословенскиот мислам, во црквата, а тоа се користело во Охридската архиепископија на цела Бугарија, за многу византиски автори тоа почнало да значи исто. Дали е тоа бугарски јазик, тоест на архиепископијата, дали е тоа словенски, станало едно исто, а и поимот словен излекол од употреба. Византија во 12 век веќе не го користи. Бидејќи нема на што да се подпре тој поем, нема држава која што се вика Словенија, нема племенијата ги нема склавиниите и сега на што се однесува тоа Словени? Тоа нема веќе своја смисла. И затоа како што се случува, тогаш или поимот ја менува смислата и тоа го гледаме во тоа што почнал да значи роб во некои ситуации, или друг поим го заменува, како во случајот го заменува бугари. И откако тоа се случува, за византиските автори век, од тука натаму словенски јазик не постои. Тие не зборуваат за словенски јазик, а зборуваат за бугарски јазик, вулгарико. Кога науката повторно ги открива овие работи? Кога? Па тоа лека по лека во помодерно време, затоа што и самата историја расте постепено. На почетокот многу е важно од какви претпоставки се тргнува. Во 19 век се тргнувало од национална парадигма. Ја гледат историјата како историја на народи. И затоа идејата е кога најдеме нешто, прашањето тоа на кој народ му припаѓа. И обично тоа се народи што постојат сега. Си ги враќаме во минатото, најлесно ни е, и ги прилагодуваме и така создаваме слика која што е многу блиска до нас. Нашата си слика создаваме, а тоа всушност е голема грешка. Ние не реставрираме сликата на минатото, туку ги земаме прачињата мозаик од минатото да си создадеме нашата модерна слика. Нешто слично и денес бугарската наука. Па да, и многу научници во светот се уште го прават тоа. Тоа не е го да се прави, ама тоа нешто има спонсор во држави и во националистички движења, така што има сила во тоа нешто. Токму заради тоа нешто тие на тој начин гледале на историјата и не можеле да сфатат дека се во прашање некои поразлични работи кои што не се вместуваат во таа слика. Сега лека по лека во 20 век веќе почнува да се критикува таа парадигма и почнува да се сваќа дека со деконструктивизмот, и почнува да сваќа дека многу тие работи фактички ние сме ги конструирале. И затоа ги проверуваат пак назад. И се покажува дека многу работи не се така. А кога станува подоминантно значењето дека вулгарос, односно бугарин е селанец, а не припадник на... Па тоа се случува... Бидејќи нели Паиси, кога еден од протопреродбениците
на Бугарија ги кара луѓето да не се срамат Да се наречат болгари. да се наречат булгари. И тогаш претпоставувам, нели, не било доминантно општото значење дека равнење меѓу бугарин и словен, туку дека Па не, тоа се во различни средини е тоа. И да речеме поминувањето да значи селанец, тоа е позната појава. Да речеме во Западна Европа, во раниот среден век, поранешниот империјален поим, универзален римјани, во некои места почнува да значи селани. во Франција, мислам. Во Франција се случува така. Тука имаме слична еволуција на двата главни поими, кои што се империјални, и тоа е ромеи, во словенска верзија грци, или бугари. И сега едниот еволуира да значи граѓанин, грк или ромеј значи граѓанин, или ромеј со така значи православен, а и на запад грк значи православен. Значи гледаме како еволуира како граѓанин, но и верска припадност, а другиот еволуира како селанец. Значи тоа се познати процеси, се случува и на запад, се случило и тука, и откако го придобила тоа име, тоа добило и навредливо значење. Бидејќи не значи само точно селанец, не е точен превод. Хондрокефалос, нели тоа вика. Да, тоа го додавале дебелоглави, демек не многу такви што не мислат многу, но добило навредливиот аспект е во смисла дека се неписмени. Значи грк се асоцира со трговец, писмен човек кој што живее во градот, додека бугарин се асоцира со селанец, земјоделец, не оние во планините, тие се власи, селанец во било каков селанец во селото кој што се бави со земјоделство и неписмен. И сега од тука доаѓа тој таа негативна конотација. Слично на некој начин со Западна Европа, каде што има добива значење на еретик. И од тука има навредливи производни од името бугарин во Западна Европа до ден денешен. И затоа сега тоа е обичното значење, селското значење. Имаме едно елитно значење во таа мала елита што пишува на словенски во Македонија, кој што практично позаимуваат од елитата кој што пишува на грчки. Како што тие користат за многу бугарски народи, вулгарски народи да ги наречеме, и за еден вулгарски јазик на сите овие, така и овие зборуваат за многу бугарски народи или за сите словени како бугари и кои што имаат бугарски јазик. Тоа е сличното, тоа е многу ограничена елитна употреба. Затоа, за да не се мешат двата поими, овие луѓе предпочитат болгари, кој што не е природен развој во Македонија, тоа е користење на руската форма, која што е најавторитетна, за да го разграничат од бугари, кој што значи селанец. Но во случајот со Паиси тој ги припознал двата поими. Едноставно како две верзии, учена и не, и затоа доаѓа тој изблик зошто се срамиш да се наречеш болгарин. Никој не се срамел да се нарекува етнички на тој начин, незгодноста на писмените луѓе, луѓето што знаат да пишуваат и биле едуцирани, било од тоа што тоа значи да те наречат неписмен на некој начин и селанец. И до ден денешен зборот селанец не е баш збор кој што се е многу, како да кажем, позитивен. За жал, ама е така. И слична ситуација има и тука. Од тука доаѓаат тие разлики и тоа е последно што треба да го потенцираме минатиот пат. Нема природен развој на поимот бугари во Македонија. Значи и бугари е неприроден развој во македонскиот јазик, тој доаѓа од српски. И болгари, кои што гледаме дека овие користат, всушност не се користело во Македонија до можеби 18 век, не сум сигурен, го зема директно од руски, тоа е руската верзија на поимот. Значи имаме подстранско влијание употреба на овие поими, немаме природен развој, а тоа покажува дека тоа не е поим со кој што луѓето се идентификувале себе си. Разбирам. Инаку би го развиле во својот јазик. Добро. Така. Продолжуваме и тоа што го последното што го потенциравме е колку доцна доаѓа бугарската пропаганда. Таа доаѓа некаде 1858 година беше прв пример од Кукуш, видовме, но после 1860 година многу бавно почна да се појавува различни места во Македонија и тоа е навистина интересно затоа што тоа е практично 20 години и помалку пред појавата на бугарската држава. Многу доцна доаѓа во Македонија и многу слаба бугарската национална идеја. Тоа го видовме и друго што видовме дека таа е донесена од странци. Некој од странство или кој што учел во странство ја донел. И сега, тука доаѓаме до другото прашање. И тоа е прашањето за странските пропаганди. Бидејќи имено од нив доаѓа тоа нешто. На Балканот и во Македонија, почнувајќи од 16 век, имаме три пропаганди кои што се додаваат една на друга, а во 19 век работат паралелно. Се судираат, ама во некои односи и си помагаат. Бугарска, српска, грчка. Не, ниту една од нив. Тоа се католичката пропаганда, 16 век, руската и протестантската. И сите овие три пропаганди ќе имат голем удел во тоа што се случува овде, бидејќи сите ќе стипендираат луѓе, сите ќе создаваат овде луѓе кои што работат за нив, нели? И сите тие на некој начин ќе формулираат идеи. Сега за пример само да кажам дека
протестантската пропаганда имала огромен удел во оформувањето на бугарскиот литературен јазик, преку нивното списание Зорница и други, бидејќи тоа списание масовно се читало насекаде и излегувало редовно долго време, навистина долго време. И затоа јазикот што тие го користеле фактички станал на некој начин како основа на бугарскиот литературен јазик што ќе се прифати. И особено со преводите на Библијата што ги правеле. И католиците сакале превод да направат и протестантите. И со ова тие до голема степен го решавале прашањето, националното прашање во еднината овде. Го решавале надвор од Македонија и тука се имплементирало не како некоја свесна одлука задолжително, меѓутоа како нешто потребно за нивната пропаганда. Зошто го велам тоа? Кога сакале уште католиците се судриле со ова. Тие сакале да пропагандират на Балканот, меѓутоа на кој јазик и со која азбука. Тие сакале да има еден јазик со една азбука, за да може се што се печати на еден јазик да се печати и сите да го добиват. Тоа била нивната цел. Иста цел, ист проблем ќе имат и русите, ист проблем ќе имат и протестантите. Сега ќе видиме како на брзина го решиле, но ќе кажам дека сличен проблем имале, да речеме, австро-унгарците со албанците подоцна. Бидејќи во Албанија имало можеби 15 азбуки, кои што при тоа не биле од еден вид, имало латиница, имало кирилица, имало латиница, имало арапска азбука, имало и грчка азбука се користела во различни варијанти. И Австро-Унгарија многу ќе притиска да ги натера еден јазик и еден правопис да има, со една азбука, за да може книгите да се печатат наеднаш, не во 15 различни верзии. На ист начин имаме и тука. И тука се совпаѓаат овие три пропаганди во 19 век, сите имат ист интерес. И тој е сите словени што преостанале во Отоманската империја, на еден јазик да им се обраќат, нели, и на тој начин ги третирали како еден народ. Не е битно кој точно, ама треба да е еден, за да може сега да се печати на ист јазик. И до 1858 година, како повеќето да се насочуваат кон македонското наречие. Да подсетиме, и тогашните луѓе сваќале дека има македонско наречие и бугарско наречие на Балканот. И македонското како да победувало до 1858 година. Но во меѓувреме руската пропаганда, која што е многу силна и успешна во Бугарија и прилично слаба во Македонија, ќе има како свој ефект тоа што реално ќе почне да победува бугарското наречие. И во 1858 година отприлика е времето кога се вратат и протестанти и католици во своите преводи што ги прават и изданија кон бугарското наречие. И Русија го помага и сега наеднаш 1858 година што имаме? Имаме дека бугарското наречие се наметнува како јазик на тоја општа заедница. И тоа почна да создава проблеми веднаш. Во Македонија било прифатливо за преродбенците до тогаш сите овие луѓе да бидат оформени како нација, со еден јазик и една црква, да се вика болгарска, бидејќи болгарин значи словен, ништо друго не значи. И ако тоа продолжеше, нели, можеше да се создаде некоја општа нација која што да вклучува и Ниши, Косово, нели, сите оние што останаа во Отоманската империја и која што ќе имаше име формирано на сличен начин како што словенците и словаците, користејќи го тоа општо словенско име, си ја крстеа нова нација, тука само ќе се викаше болгарска, евентуално, нели. Но македонските преродбенци има интерес за тоа само под некои услови. Ако македонското наречие е тоа кое што е главното, и до тогаш беше така, ќе беа окей, иако Охридската архиепископија е таа која што ќе биде црквата на сите овие православни. И до тука се е окей. Меѓутоа 1858 година видовме дека католици протестанти се префрлија кон другото наречие и тоа реално победува со индиректна руска помош. И тука се појави првата пропаганда во Кукуш истата година, а 1806 година на голем собор во Цариград, на кој што се дискутира за започнување на црковна борба, за посебна црква, наеднаш се соочува, така да кажеме, и македонски преродбенци и бугарски, и наеднаш прашањето веќе станува многу актуелно. Се сваќа дека македонските тогаш сваќа дека всушност таа нација што се планира, всушност ќе биде со бугарско наречие, не со македонско, и црквата нема да е охридска. Ќе биде бугарска црква во Цариград. И наеднаш започна конфликтот. Како што кажува и Славејков, кој што ќе отчитаме понатаму, тој тогаш ги забележал македонистите. 10 години порано, тоа го кажува во 1871. 1860 година тоа прашање се појавува и навистина во Македонија ќе расте во следните 10 години. Кога зборува Славејков за оние македонци кои што викале на бугарите, вие сте татари, ние сме потомци на Александар и Филип. Тој кажува, јас тоа го забележав пред 10 години. Тоа е токму на тој собор во Цариград, бидејќи тогаш се започнуваат конфликти. Најнаш македонци сваќаат чекај. Тоа не е тоа што ние планиравме. Тоа ќе биде не болгарска, а българска нација, која што ќе користи бугарското наречие, не нашето наречие, која што наместо Охридска архиепископија ќе има некоја нова црква во Цариград. Ние тоа не го сакаме.
И во текот Односно, кај што терминот бугарин-словен ќе стане бугарин по етнос, обидот. Да, Така, и тоа сите ќе значи, станат тоа етнички ќе значи бугари. она таму, не тоа кој што ние го планираме. И сега наместо да сме словени кои што го користат нашиот јазик, ќе бидеме българи кои што го користат оној јазик. Тоа не е прифатливо. И од тука започна да се засилува тоа движење и ќе го видиме во наредниот период, паралелно со многу бавното засилување на бугарската пропаганда што доаѓа од надвор во Македонија, со видовме книжарницата што дојде се отвори и така натаму. Паралелно се засилува и отпорот. И сега тука многу прават грешка бидејќи често тој отпор е пишува болгарско на бугарски јазик, македонско наречие. И си мисля дека тоа значи дека тие всушност се бугарски националисти кои што сакале ама локалниот диалект да го искористат. Не всушност тоа е отпор баш на македонистите кои што овој болгарски словенски јазик по македонско наречие сака да го воведе во образованието, бидејќи не сака да го користат оној другиот. Така нараснува тој Шапкарев е тука и други има. И тоа ќе дојде до веќе ептен до виделина, не може да се скрие, 1870-71 година, кога се создава екзархијата и кога веќе станува ептен актуелно прашањето. Не е веќе теоретски спор што ќе биде, веќе е конкретен спор. Црквата е создадена. Ќе се присоединиме кон не или не, под какви услови и веќе јазикот каков ќе биде во таа црква и во нејзините училишта. И тука избувнува веќе проблемот. Тогаш Славеков ќе каже најпосле македонското прашање излезе на виделина, нели? Не може да го скријат веќе. Тука ќе започнат процесите на отцепување од екзархијата. Не сакаме да бидеме со неја, ги видиме и тоа. Значи има големи превирања во Македонија. Македонците не се задоволни со тоа решение. Така се случува обично при националните движења, многу често на почетокот луѓето мислат дека имат општа мисла. Бидејќи секој си става во тие поими своје значење. Ама кога се сретнат и ги треба да ги дефинират, започнува расцеп. Како чеси и словаци да речем. Наеднаш сваќаат дека имаме многу различни сваќања. Разбирам. Е така. Тоа е тоа. И сега што е разликата во тие два правци? Значи македонскиот беше по принцип посилен како традиција и се очекуваше да победи, ама наеднаш почна победва другиот. Разликата поради руското влијание. Да. Големите сили започнаа да поддржуваат. И бугарскиот правец, да го наречеме, е поддржуван реално од големите сили, сите имат интерес сега во тоа, а додека македонските е заоставен. Зошто? Па затоа што веќе одбрале дека ова ќе општиот тој јазик во кој што ќе инвестира и католичката пропаганда преку него да оди и да отцепи од православната цариградска патријаршија и протестантската преку тоа ќе оди, па да не зборувам дека и Русија решила и сега наеднаш тие застануваат за тоа. Единствениот кандидат кој што да застане зад македонците била Австрија, Австро-Унгарија. Но таа имала проблем. И проблемот е во две основи. Прво, тие немале од минатото проблем да земат Словени во своја територија. Таму се чеси, словаци, хрвати и други. Проблемот е панслависката пропаганда што избила во корист на Русија. И сега словените стануваат премногу во таа империја, малку сумнителни стануваат. Но уште поголемиот проблем е верата. Овие словени на Балканот се православни. И затоа Австро-Унгарија ќе поддржува, ама ако си смените верата и минете во Унија, тогаш да. Ако не, на некој начин не се спремни да одат многу далеко и да сакат да инвестират, како што примерно ќе инвестират продуцна во Албанија и на други места, за да го осигурат своето влијание. И македонците остануваат сами. И тоа е разликата, и таа разлика е многу важна, не сите ја сваќат. Бидејќи она што се случувало, она што го имаме и како документи и како случувања се наш автохтонен внатрешен развој и продукт. А огромен дел од тоа што може да речеме да го покажат бугарите и не само бугарите, и грци и други, е всушност инвестиција од странство. Со пари, со стипендии, со се и се што. Ако ја немаше таа поддршка за бугарската линија, да речеме, како што ја немаше македонската, кој знае што ќе имаше воопшто од другата страна. Така што можеме, ако не друго, да се гордееме дека тоа што осигуруваме може, малку ама е наше. Додека другите многу работи не се баш нивни. И баш на тоа сега ќе одиме. Тоа е Доцното доаѓање на бугарската пропаганда во Македонија заглавието. Писмо од Неврокопската општина до весник Советник 21.10.1863 година. Тука тоа само едно за да подсетиме колку доцна и бавно се шири бугарската пропаганда. Неврокоп или денеска Гоце Делче во Пиринска Македонија, тоа е 63 година, 1863 година. 15 години пред создавање на бугарска држава и ќе видиме што кажуваат овие луѓе. Поради својата местоположба да се мисли во северниот дел на Македонија, така? Да. И во соседство со Тракија, на Неврокоп и неговите 65 села било предодредено по преади порано, така, од другите македонски градови да се разбуди од новогодишниот сон кој што им го нанеле фанарските, односно цариградските агенти на целата Бугарија. Кога по примерот на другите браќа бугари
почнавме да чувствуваме и ние дека не сме потомци на грците. Да. Така. И сега што е тоа? Први во Македонија ти претендира дека се. Тоа значи дека во нивната околина, многу далеко, доколку што тие знаат, нема други. Тие се првите што излегуваат. Значи, каква пустелија е цела Источна Македонија, нема никакво бугарско влијание и присуство во тој момент. 15 години пред создавањето на бугарската држава. И сега понатаму ќе продолжиме со имено една од тие најважните пропаганди, тоа е руската од сите нив. Да. Сите се многу интересни, нема време за сите, само за руската ќе позборуваме. Имаме пред нас се годините, Стојко. Ама не ми е тоа работа, јас тоа само бидејќи ти ме замоли. Знам, тоа, фала ти се. Јас ја злоупотребувам твојата добрина во корист на информираноста на македонскиот народ и твоите колеги историчари кои можеби овие лекции не ги немале прилика да ги... Сите што се бавеле со тоа треба да тоа го знаат. И подобро од мене, бидејќи ти што се специјалисти за тоа го знаат подобро од мене. Руските конзули, така е наречено ова. Сега првиот пример за кој што ќе изборуваме се однесува на тој можеби еден од најраните примери на врабување и создавање на бугари со помош на Русија и кој што се случува во Солун. Тој е многу интересен и ќе видиме сега точно како тоа оди и какви ефекти има. Динката и сестра му Славка од Солун, така? Да. Славка била од гркоманско семејство кое активно учествувало во грчките револуционерни борби и се обидало да отвори грчка печатница во Солун. Ова е интересна реченица. Се обидела да отвори грчка печатница во бидејќи Солун се уште не е под владение на Грција во тој период. Не, извини, чекај да видим што е тоа. Да. Незиниот брат е Ѓорги Динката. Да, тоа е грчко семејство, да, тие се прогрчко фамилија кои што учествувал во борбите и сакале да направат многу. Незиниот брат Ѓорги Динката, познатиот Ѓорги Динката, студирал во грчкото училиште во Солун, а потоа во Атина. Така. Сега се вели. Во 1853 година рускиот конзул од Варна, Рочински, дошол во Солун барајки да испрати две момчиња од Македонија да студираат во Русија со руски стипендии. И биле избрани две. Едното од Кукуш, а другото се викало Ѓорги Динката. И тие отишле да студираат во Московската гимназија. Во тоа време во Русија свежи биле истражувањата за историјата на бугарскиот народ од страна на Јури Венелин, односно човекот што им ја пишува историјата. Кој што реално создава идејата дека бугарите се словени и дека имено тие што живеат словени на Балканот, тоа се бугарски народ од пред 1000 и колку години. Венелин кој им кажал на словенството дека преку Дунав постои народ од словенското племе кој зборувал јазик најблизок до старословенскиот. Како резултат на тоа во Русија се појавила ревност за будење на овој народ, за неговиот развој и манифестирање како историски народ. Гледаме дека тој народ очигледно е заспан, тоест не знае дека е таков и сега овие решиле да го будат, тоест да му влијат практично. И за таа цел се пратени серија луѓе како Григоровиќ, Виктор Григоровиќ и други се испратени и кои почнуваат да влијат, барат луѓе од овде и земаат да ги стипендираат, да ги воспитаат. И рускиот конзул сега си праќа луѓе кои што да отидат и ден денес исто така демократија се воведува во светот, се ослободуваат народи. Па секој кој што влие на тој начин влие, ќе се дадат стипендии, било ќе се даде нешто друго, вработување или било која таму некоја програма, грантови. Тоа е начин невладини организации. На тој начин влијаеле. Ќе ги воспитаме како граѓанство, пример денеска, тоаш ги учеле русите на македонци дека се бугари. Па сите големи сили работеле на таков начин. Се разбира. Тоа е модус операнди, тоа не се менува. Тоа не е некоја новина. Како резултат на тоа, добро кажавме, ова беше причина зошто момчињата беа носени од разни делови на Бугарија и Тракија за да учат во Русија. А истата причина го поттикнала и Рочински да патува во Македонија, а покрај ова да испрати двајца македонци во Москва. Ѓорги Динков остана во Москва само 2,5 години. Не успеа да заврши средно училиште, но ова време му беше доволно да стекне бугарски дух, да стане од пријател во најголем непријател на грците. Гледаме, тоа е директно признание дека таму тој станал бугарин. Човекот воопшто не се чувствувал така, ама така го образувале. Му промиле мозокот, кажано грубо, и човекот се вратил како голем запален бугарски патриот. Се врати во Солун, но бидејќи имаше малку работа, отиде во Цариград и стана секретар на Богореди. Тоа е една многу позната фамилија влијатела. Може да наречеме аристократи на тоа време кои што поддржуваат бугарската. По смртта на Богориди 1859 година, Ѓорги Динков се врати во Солун и тргна на патување низ Македонија. Целта на ова патување беше да го раздава според изразот на неговиот стар татко бугаризмот. Ѓорги отишол во Прилеп, потоа во Битолско и во Загоричане, за да сее бугаризам. Гледам. Сега за неговата понадолу да прочитаме исто. Нема сомнение дека до враќањето на Ѓорги Динков од Москва, неговото семејство се грчеело, како и сите бугари од Солун, се мисли на Словенија. Тој ги вика бугари, да. Словено-говоречко. Тој ги нарекол бугари, ако тие очигледно не се нарекувале така. Да. Истото, па и тој не бил... И овој не бил, тоа се рече. Истото важело и за самиот Ѓорги пред да оди во Москва. По враќањето сепак, тој ја донел бугарштината најпрво меѓу своите. Неговата сестра Славка не знаела бугарски,
А на кој јазик зборувала Славка Стојкова? Па е тоа интересно. Интересно. Но тој ја научил и освен тоа во неа разбудил национално чувство, љубов кон родот неизин и страст да работи за будењето и воздигнувањето на заспаните бугари. Гледаме, значи тука меѓу другото таа Славка е она за кој што минатиот пат читавме дека го отвара првото бугарско училиште во Солон, во кое што не се запишале практично никакви бугари, немало никакво влијание бидејќи таа наскоро починала, но гледаме како се зараѓа фактички доаѓа бугаризмот и бугарската идеја. Во случајот во Солон не фатила корен. Меѓутоа во Кукуш, во 58 година фатило, после 60 година ќе видиме таму дејноста на други руски конзули како почнаа да фаќа на некои места да фаќа корен и да се појавува и да се шири тоа нешто. Но да размислиме ако рускиот конзул не дојдеше да ги стипендира овие луѓе, или ако Русија немаше фатено таа позиција која што наметнува Венелин дека тоа е бугарски народ. Што ќе беше тогаш? Ама мислам процесот не е дека Венелин решил да истражува, пооткрил, рекол во Москва и видете, туку напротив. Москва му дава задача затоа што има интерес се совпаѓа да со се шири на топло море. Да. Од моментот кога лека по лека напуштат идејата за обнова на големата византиска империја како православна и сега се бара друг начин и тој начин оди преку создавање на бугарска нација која што да држи сите овие територии кои што се важни за Русија, освен Босфорот, кој што ќе одржи Русија во еднина. Меѓутоа сака да има тука своја по православна и словенска линија своја братска нација која што да биде нација вазал. Како што на крај се обидува во Сан Стефано, не? Па гледаме дека на крајот тие помогнаа со нивна помош се создаде екзархијата, иако на почетокот беа против, но после го поддржаа и реално тие создадува држава со доаѓање на војската. А и во целиот процес на преродбата помагат исклучително многу. Финансират вестници, финансират книги, стипендии на луѓе ќе видиме кои што учат во Русија, помагање и заштита на локалните луѓе. Ако некој биде уапсен бидејќи создава проблем во црквата, рускиот конзул ќе го извади од тоа. Тоа е многу голема поддршка. Да не зборуваме како нивниот голем авторитет, како велика сила ги поттикнува луѓето да одат по тој пат. И се шетаат низ Македонија, покрај овие два примери, не ги знаеме сите други на Ени Миладинови, нели, кој што Па со нив Григоровиќ зборува. Григоровиќ, да. Почнува. После ќе видиме дека преку нив започнаа да се праќаат други стипендијанти. Да се воспитаат во Москва во духот на бугаризмот, и да се вратат Русија. Главниот проблем и тоа ќе зборуваме понатаму што го нашле русите во таа нивна практика е што нашите луѓе не поднесуваат руската клима. Тие умират често таму или се разболуваат тешко. Па затоа ќе почнат да сакаат да отворат тука училиште во кое што да ги подготвуваат на Балкан. Таму ќе стигнеме и до тоа. Добро, окей. Но важно, ако не беше тоа, немаше да има ништо. Ѓорѓе Дингата ќе беше шо? Никој немаше да го знае, едно грекоманско семејство во Солон. Тоа е тоа. Ниту бугарско училиште, ниту неговата сестра, а ниту и тоа сеење на бугаризмот немаше да го има преку него. Па и денес имаме од овие малкумина во Македонија. Порано беа антички македонци, денес се читале, спиеле, се буделе, не спиеле, како беше тоа, се будеа како бугари, кој ќе ги знаеше, ако... Да, ако Бугарија специјално не даваше место за тоа на телевизии, ако немаше некои организации и така натаму, да, ситуацијата е иста. Историјата се повторува, нели? Да. Стипендии се вика овој дел. Да продолжам? Да, одиме сега за стипендиите и тоа е една руска авторка ќе користиме Фролова, која што специјално ги истражува руските конзулати во Бугарија и во Македонија. Марина Фролова ги истражува руските конзулати. Токму така и сега таа конкретно има за Битола истражува, но руски конзулати немало само во Битола и на други места во Македонија, во Солон и на други места, значи на многу места можеле да влијаат на тој начин. Но да видиме што ќе каже таа. Фролова, руски научник, нели, кој што ги истражува конзулати. Да, има статии на таа. Да, вели. Друга област на активност на руските конзули во поддршка на националното образование на Балканот беше изборот на бугарски воспитаници за руските образовни институции, обезбедување средства за патни трошоци и други потреби. Во Русија беа доделени 10 државни стипендии за образование на словенска младина од Отоманската империја во воено-образовни институции и 75 стипендии во богословски семинарии и академии. Во 1856 година, почнувајќи од 1860, Министерството за народно образование годишно добива 5000 рубли за образование на Словени од Турската империја во руски гимназии и универзитети. Словенскиот добротворен комитет исто така имал значителен број своји стипендисти. Општо е прифатено дека до 1878 година приближно 700 луѓе се школувале во Русија. Меѓутоа, поради недостиг на информации, невозможно е прецизно да се утврди од кои населби во Отоманската империја потекнувале. Познато е, например, дека А.В. Рачински, кој патувал во Македонија во 1858-59 година, а подоцна станал руски конзул во Варна, лично донел 4 млади мажи од Македонија и ги сместил во гимназии.
Димитар Миладинов го испратил својот помлад брат Константин да студира во Русија во 1856, а уште 8 во наводници бугаро-македонци во 1858 година. Еве, гледаме, тоа е многу. Зборуваме над 700 души од Балкана. Да. Не се од Малазија, не се од Египет. И тоа е прибирато на интелигенцијата, односно луѓето кои што ќе ги што развиваат може како да, и интелигенција. тие ќе станат учители. Ќе видиме понатаму дека учителите не биле ценети луѓе во тоа време. Дури биле многу подценети. Да си ценет човек или треба да си трговец со трговија, или треба да имаш земја која што ти дава сигурен опстанок. Самите учители не се, тие се како слуги ги третирале малце, но сега преку пропагандата всушност тие ќе може да станат исклучително важни и значајни. И тоа ни објаснува зошто многу учители залетале во такво нешто. Добро. Како да речеме многу грубо сега, како денеска многу луѓе кои што се во областа на образованието и на други слични, многу тргнуваат за различни проекти. Бидејќи тоа е начин да добиеш дополнително финансирање и да станеш позначаен. Помагање на создавање на бугарски училишта. Така, исто Да, читаме од Фролова. од Фролова, Така. Руските конзули го поставиле прашањето за обука на голем број писмени луѓе во рамки на самата Отоманска империја. Затоа се пришто Фролова тука зборува за словени, не за болгари, бидејќи не и се пишува словени, а не болгари, бидејќи ова е, не знам, кога работи Фролова. Не, Фролова е сега Така, работи, затоа, но таа е да. внимателна, нели? Таа е внимателна, а ќе видиме дека во изворите и тоа е многу типично, имаме големите сили си стават имиња без да ги интересира. Иако сами покажуваат еве во битва дека луѓето таму бугарштината спиела, не постои никој не смета за бугарин, не ми смета да ги викат бугари на нив. Значи тоа е таа ароганција на големите сили кои што тие како попаметни решаваат дека ние простите селани овде не знаеме што сме, заспани сме. А тие знаеш Тие што ќе ни сме. кажат што сме, а после ќе не научат што сме, за да може ние да кажеме така. Се разбира, да. Добар рецепт. Руските конзули го поставиле прашањето за обука на голем број на писмени луѓе, рековме, во рамките на самата империја. Затоа се обиделе да го олеснат основањето на добри бугарски училишта, првенствено во градовите каде што служеле. Директорот... Момент. Тоа е повели? друг документ. Значи, тоа што го зборува, заради она кои што имат проблем со многу климата е неподнослива во Русија, Решаваат на терен тука веќе да. Решаваат тука и тие многу притискат и благодарение на нив се отварат многу училиштата. Не е лесно големо убаво училиште да отвориш и ќе видиме тие дека не само добиваат дозволи, но и пари наоѓаат за да може тие училишта да функционират. Без нивна помош тие училишта или немаше да постојат, или ќе беа сосема друг тип старословенски училишта, црковнословенски, келиини. Но тие ќе ги превратат во училишта кои што пропагираат практично бугарщина на начин на кој што ним одговара. Денес немаме такви училишта, нема обиди за отварање на такви училишта, но има обиди за влијание, например, преку црквата во одредени црковни региони во Македонија. Има такви добротвори филантропи као Милен Врабевски, кои што се обидуваат, нели, ще ти дадам пари и после да се емитира од некаде, нели се бараат точки од каде што би се емитирало Секој време си бара отворените врати што модификација. постојат. Да. Чисто правам паралели за да знаеме дека истиот. Да, принципите се исти, формулите се менуваат бидејќи се менуваат законите што постојат. Така е. Наредно, Тоа е директорот Да. на Азиатскиот департман на МНР Стремоухов на барање на амбасадорот Игнатиев бара овај грофот, Грофот Игнатиев, кој што е амбасадор, другите се конзули, тој е амбасадор во Цариград. бара од председателот на Петроградскиот словенски комитет А.Ф. Гифердинг во 1871 година. Што бара? Цитирам, известна поддршка за бугарските училишта од битолскиот круг со цел зајакнување на националниот словенски правец во нив и за зајакнување на нивната морална врска со Русија. Сосем јасно гледаме вистинската Која е причина. целта, да. Инаку во можеби ќе прочитаме во Битола. Ова е дипломатска депеша, овде нема мамење, тука мора да директно. Значи, во Битола имало десетици грчки, така наречени училишта и не можело да се отвори бугарско не затоа што некој пречел конкретно, има обиди, едноставно никој нема интерес. Дама со поддршка на Русија лека по лека тоа ќе се постигне, да се создаде бугарска општина, што не е општина, што ние разбираме, тоа е организација регистрирана пред властите, фактички невладина организација, така да се каже, на некој начин, и да се отвори училиште кога има поддршка од една странска сила. Еве сега за училиштата, примерно... Во Охрид. Како било? Во Охрид, да, прво за Охрид. Спространов, 1865 година. Вели, потоа рускиот конзул хитрово во Битолско дошол во Охрид, а жителите на Кошице му се обратиле со молба за помош. Тој прво помогнал со 10 наполеони, а потоа од некаде успел да оствари годишен приход од 300 рубли. Една година подосна рускиот конзул во Призрен Теофил ги донел парите и го научил Нелчинов како да прави сметки. На овој начин било обезбедено понатамошното постоење на училиштето. Значи русите плаќале за
тоа училиште. Инаку Бугарското тоа училиште школа во- немало реално никаква сила во него да постои само. И затоа барале помош од некаде и гледаме како се обезбедува тоа училиште да постои. За истото ќе видиме како што кажува Шапкарев. Шапкарев вели: во оние години кога првиот руски конзул во Битола Хитрово го посети нашиот град и го виде бугарското училиште, како и неговата сиромаштија, тој доби за тоа годишен надомест од 300-400 рубли од неговата влада, која требаше редовно да пристигнува преку рускиот конзулат во Битола до последната руско-турска војна. Значи од тогаш почнувајќи до 1878 година тоа училиште е издржувано директно од руската влада. Тоа го гледаме. Модерната руска наука за истиот случај се што вели. Во 1864 година Хитрово го посетил Охрид и се запознал со училиштето во сиромашната населба Кошиш, односно Кошишча. Да. И денес е Кошишта. Најверојатно ја знаеш, да. Како не? Најдобро. Каде што се изучувал бугарскиот јазик, за да го поддржи финансиски и да го заштити од интригите на митрополитот Мелети. На 14 октомври 1864 година Хитрово се обратил до директорот на Азиското оделение со барање да му се додели годишен паричен надоместок од 300 сребрени рубли на училиштето Кирил и Методи си окрстиле. Така видиш? е, да. А овој Мелети со грците играл? Тој е митрополит или епископ, не сум сигурен точно, во Охрид. И има проблеми со него не заради некаква народносна линија, тоа е поросно ќе се измисли, бидејќи тој што ги донесе тие 300 српски буквари за училиштето, со кој што почна бугарскиот јазик да се предава со српските буквари. Тој ги донесе. Значи не бил тој на таа линија, тој бил имал два проблеми со него, многу големи. Првиот, тој бил многу груб со луѓето, ептен груп, и тие многу се навредувале од тоа. И второ, тој бил женкарош. Си живеел со жени, а тој е митрополит, тој е монах. И за тоа време православно тоа бил неверојатен скандал. Може да имало и тогаш сезона туристичка да не доаѓале туристки и многу пат. Не знам што е, но луѓето биле скандализирани и него сакале ич, затоа сакале да го изградат. Крне карактер и маратонец, што би се рекло. А гледаме дека помагал. Помагал. Помагал по бугарска линија. Продолжувам. Од 1 јануари 1865 година овој надоместок почнал редовно да се исплаќа. Охридското училиште добивало финансиска помош од Русија до 1885-та. Значи уште повеќе од уште тоа што повеќе се од кажа, војните. Најверојатно оваа помош продолжила и понатаму, но за ова е потребно да се проучат други слоеви на документи за следниот период кој во моментов не е вклучен во нашата истражувачка област. Значи гледаме како било издржувано тоа бугарско училиште. Сега, тука како сме со времето само да знам? 27 минути. Океј, може би ќе завршиме со помош. Еве за руските помоши да видиме пак. Ај, руска помош, така? Фролова повторно пишува. Хитрово, нели за конзулот? Да. Едва и појавен во Битолско, тој патувал многу низ регионот, донирајки црковни прибори, одежди, книги, изборувал за потребата од воведување на бугарскиот јазик во богослужбата и наставата во училиштата. Тоа да, дури нема потреба од коментар. Така е. Шапкарев. Во истата 1859 година неколку комплекти бугарско-словенски црковни книги пристигнаа во нашиот град, заедно со неколку црковни одежди, донирани, како што рекоа, од Русија, кои беа примени со голема радост и восхит од народот и раздадени по црквите. Речиси сите знаеа дека овие подароци ни ги испрати руската влада. И да видиме ефектот каков е? Кога дознале дека во Охрид пристигнале подароци за црквите, епархиските села, каде што дотогаш во црквите се користеше грчкиот јазик, се втрчаа во градот да поднесат молба до рускиот амбасадор во Цариград, за да можат и тие да побараат црковно-словенски книги и облеки. Еве, помошти доаѓаат од некаде и најнаш луѓето најде без пари помошти и се втрчаа натаму, се врати населението најнаш према Русија. Еве да видиме во Неврокоп. Неврокоп. Во декември 1870 како резултат од молбата до рускиот амбасадор, Русија праќа за Неврокоп 3 сандака со црковни облеки и 70 учебни примероци и книги. Сештото што би рекле. Да, на секаде се праќаат големи количини. Фролова што вели? Извештај од руски дипломати од Битолско за трошењето на 5000 сребрени рубли, испратени до конзулатот со тајна наредба на Азиското оделение, на Азиското оделение на Министерството за надворешни работи од 30 април 1862 година за распределба на помош на страдалните едноверци. Како по правило, на два христијански празника, Божик и Великден, руските конзули предавале значителна сума, 424-440 пијастри, не знам што се. Тоа е тешко, не може да го преведеме во денешни пари, но тоа не се малку пари воопшто. На епитропите на христијанската заедница во Битолско, секој пат со подпис. Руските конзули секогаш великодушно донирале на црквите за време на нивните лични посети и делеле милостина. Парите често се донирале на православните училишта во градот. Рускиот конзул Јакубовски го признал основањето на бугарската општина, односно заедница невладина, така?
уште во 1869 година и последователно постојано ја поддржувал со финансиска помош. Но комент. Спасиба Да. руске империи. Гледаме како во ќе видиме понатаму. 1860 година нема никаква бугарштина во Битола, И тогаш се благодарение запнале, на руски, прво на католичките пропаганда, ќе прочитаме малце, а поднатаму главно руската, лека по лека до крајот на 1870 година веќе ќе има општина, нели некакво влијание изградено и така натаму. Има ли тоа врска со слабењето на Отоманска империја, долгорочни планови на Реално Русија? има бидејќи порано Отоманската империја не би допуштила тако нешто. Тука гледаме дека конзули шетат лево десно, праќаат деца во странство и вршат влијание. Турската империја се обидува да се спротистави на тие работи. Затоа и Миладинов е уапсен. Обвинувањето е дека во неговата куќа гореле ламбади донесени дури од Москва. Тоа е така турскиот јазик така обоен, да речеме. Неатрактивноста на бугаризмот во Битола и бавните успеси на пропагандата. Еве, преку едно место ќе проследиме како тоа бавно. Супер, ми се допаѓа како си го строчилова. Неуспесите на католичката пробугарска пропаганда. Тие се првите што ќе пробат со наводно користење на локален јазик, ама со човек дојден од Бугарија, од Свиштов, на некој начин да се пробие да ги придобијат луѓето, со француската влада на некој начин поддржува, белки да станат католици на тој начин, да ги откинат од патриаршите. Бугарското население во Битолско останало рамнодушно кон напорите на католичката мисија на Свети Лазар, која од 1859 година се обидувала да привлече бугари на своја страна, организирајќи училиште каде што се изучувал бугарски јазик и црква каде што се вршеле служби на словенски јазик. Значи, еве зошто се обиделе, ама не им поминало. Човекот ние минатиот пат читавме кој е, Манчев, Васил Манчев, тој е од Свиштов дојден, како тогаш католик бил, и преку него се обидувале, ама немало никаков успех и ќе видиме понатаму до каква степен се индиферентни и самиот Манчев е гледан со лошо око во град. Али тука може да кажеме дека религиски ги одбивале, не Се уште, ама така. после истиот агент ќе помине на руска служба. Да? Да, истиот. Него го користеле од 1860 до 1865 година, тој е единствениот. Тоа би се рекло бил сестран човек. Да, човек кој што знае на два стана да таче, както кажат бугарите. Индиферентноста на битолчани спрема руската пропаганда. Фролова пишува: Хитрово постојано зборувал за потребата од воведување на бугарскиот јазик во верските служби и во училишната настава. Покрај тоа, бугарското население во Битолско беше понеобединето и поинертно отколку во Варна. Напорите на рускиот конзул долго време не дадоа никакви позитивни резултати. И овие бугариве не келе бугарски. Да. Не, во случајот тоа е именно тоа империјално, како да кажем, ароганција. Ги викат луѓето бугари, кога од изворите гледам дека тие не се чувствувале бугари. И не келе да Ниту па сакале да прифатат тие работи, ама овие си решиле дека вие се бугари, ама не знаат, заспани се. Да. И сега од тогаш почнувајќи од Хитрово, како што денес решиле бугарите нас да не убедуваат. И сега ние сме глупави, некој треба да ни каже што сме и тоа е тоа. Добро, симпатично. Сега изворот. Австрискиот вице-конзул Зелнер извештај 11 декември 1862 година. Сите руски обиди да ги придобијат болгарословените за руските интереси се до сегашниот момент се неуспешни. Еве, трета година веќе, одим две завршени години, 60-та, 61-та, 62-та, 3 години напори на Русија, ништо. Мисламе еден ден дека и ќе ја направиме емисијата за Миладиновци и за зборникот, односно булгарски. Треба се најде некој друг. Јас навистина се чувствувам незгодно во таа сфера, бидејќи изгледа средновековец сум јас. Скромен. Вистина дека ги истражувам поимите бугари, словени и други и заради тоа сум чепкал и во овие работи. Скромен си, Стојко. Добро. Да повторам, австријски вице-конзул. Да. Извештај, нема мамење. Крајот на 62 година, никаков успех на русите. Никаков успех нема, да. Состојбата во Битола 1864-65. Одиме 2 години. После 2-3 години. Рускиот конзул Јакубовски Да. нагласил дека во Битола имало повеќе од 8 грчки училишта, но во градот немало училишта каде што се изучувал бугарски јазик, освен институцијата на Манчев. На Манчев. Бившиот католик? Да, кој што ќе биде издржуван од Русија понатаму. Добро. Слабост на бугарската пропаганда и по 1865 година. Така, да. Руските конзули обрнувале големо внимание на бугарската општина, односно таа заедница невладина, во Битола, помагајќи го јакнењето на бугарската национална кауза. Во 1871 година, ова само да претекст еден, ова е 1865 година, ова е 12 години пред Русија да отвори војна. 6, да, 12, дури 11. 1876 76 е, пред да отвори војна со Отоманска империја за да ослободува Бугарија. Аж го спрема теренот предходно. Работи напорно и во Битола и на други места.
Во 1871 година Јакубовски, известувајќи за состојбата на јавното образование во регионот под негов надзор, пишувал за основањето на бугарските училишта во Битолско, отсуството на библиотека со образовна литература и општиот екстремен недостиг на книги. Бугарската општина имала многу оскудни средства. Тие не можеле да си дозволат да ги купат учебниците и учебните помагала потребни за овие образовни институции. Рускиот конзул поднел барање за испраќање учебни помагала, првенствено книги, а особено на руски јазик, бидејќи наставниците, учениците и нивните родители биле проникнати со убедувањето за потребата од предавање на руски јазик. На руски јазик, не на бугарски, на руски. Не бугарски, руски, да. Ова барање било особено силно кај младите луѓе кои сакале да го продолжат своето образование во Русија. Односно бугарска пропаганда повеќе на Русија и носела. Па не, човекот што одел таму не одел затоа што се чувствува бугар или нешто друго. Нашел бесплатно образование, ама сакал да го продолжи. Сега со бугарски јазик каде ќе оди? Никад. Ама виж со руски јазик стипендија може да добие. Ништожните приходи дополнително ги влошиле несогласувањата во неа, се мисли во општината, во невладината. Во март 1875 година, поради недостаток на средства, директорот бил отпуштен, а Централното бугарско училиште, кој имало приближно 60 деца, било затворено. Во април 75 година, рускиот конзул Максимов го замолил Игнатиев да обезбеди трајна финансиска поддршка за Централното бугарско училиште во Битола, по примерот на училиштето Кирил и Методи во Охрид. Со тие 300 рубли, 500 рубли. 1875 година. Значи, и точно сличната работа ја гледаме и во Неврокоп. Ужасна сиромаштија зборуват. Зошто се толку сиромашни овие луѓе? Значи, овие во Неврокоп ки барат да им се прати камбана некоја да имат. Оти сите села вика имат. Како може сите села да си купат камбани? Мали села, а оваа општина во градот не може една камбана да си купи, не може учебници да си купи, не може облека за црквата да си купи. Значи, ова се мали како друштво невладени организации кои што реално немат големо влијание, кои што немат пари, немат кај да им дадат парите и кои што просат пари од Русија или од некое друго место, нешто бесплатно да им се прати. На таков начин функционира. Дури Битола, кај што би требало да е многу мокна воопшто, сепак Битола е Битола. Тоа е вториот град на Македонија во тоа време. И гледаме каква сиромаштија дури таму. Сиромаштија на ова на таа пропаганда локалните луѓе практично не ја помагат, да, не дават финанси. Тоа е поентата. Тоа ќе се жали во следната емисија или последната ќе се види дека Шопов, кој што е главен идеолог на бугарската пропаганда во крајот на 19 век во Македонија, тој ќе каже директно: македонецот за нација национализам пари не дава, мисли на бугарскиот. Ама вика за црква секој пат пари ќе даде. И затоа треба да ги фатиме училиштата, а не црквите и црковните благајни, за да може да финансираме нашата пропаганда. Резимирање на руската политика во модерната наука. Фролова пишува. Руските конзули го разгорувале бугарското прашање во оние христијански заедници каде што тоа се уште не постоеше, како Варна и Битола. Не постоеше. Да. И само еден момент, значи, ниту во Варна не постоело, да. Мислам, тие скоро не постои никаде пред да биде навистина инициирано силно од странство или од луѓе што учеле во странство. Но тоа го забележуваат и други од бугарските и преродбенци или идеолози од крајот на 19 век, мислам Шопов пишуваше исто за тоа, или Снегаров, дека таму каде што не се појавувала таа пробугарска пропаганда, немало национални конфликти. Луѓето функционирале во таа рамките на тој румилет и не се карале. Затоа што многу често овие така наречени грчки епископи се подпирале на локалното мнозинство, да речеме во Прилепчани, македонците го поддржувале владиката, додека властите биле против него. Тоа Шапкарев го соопштува. Така што немало таков судир, но тие сами сведочат кај што се појави таа пропаганда, гледаме кој реално ја поттикнува, започнува директен судир, бидејќи борбата е Русија да се создаде влијание, тоа може да се создаде само преку црквите. И затоа доаѓа до тој судир. Тепачки во црквите и така натаму. Значи, руските конзули го разгорувале бугарското прашање во оние христијански заедници каде што тоа не постоеше и наместо да го смират целиот раздор, руските дипломати енергично ги поддржуваа новонастанатите несогласувања околу јазикот, со што ја влошија конфронтацијата меѓу двата народа. Ова го пишува Фролова, руска научничка се од наше време. Конзулите не само што дале поттик за појавата на црковното движење на локално ниво, туку тие служеле и како негови гаранти. Локалните дејци и чорбаджиите, чувствувајќи силна поддршка, дејствувале похрабро и поагресивно. Да.
супер опишано. Руските дипломати дале значајна помош во процесот на воведување на националното образование во Битолско, воведувањето на бугарскиот јазик во наставата и последователното основање на бугарски училишта беа сеопфатно поддржани од руските конзули, и материјално и преку дипломатски канали. Ова значително придонесе за трансформација на поединечни членови на христијанската заедница во градот во обединета бугарска заедница која постепено почна да ги осознава своите национални интереси и да се чувствува како дел од бугарскиот народ. Или што би рекол Славејков, ще ти дадам пари. Не Славејков, но тој е од времето на Стамбулов, така наречените кимидадешковци, во Македонија ки ми даеш пари, ќе се чинам бугарин. Да. Мислам, тоа е познат појава. Еве сега еден бугарски автор зборува за истото. Бугарскиот автор Јордан Велчев за улогата на Русија вели: напорите на бугарите во Македонија, а особено во Неврокоп, се великодушно поддржани од Русија. Руските конзули во Солун, Охрид и Битола даваат големи субвенции за развој на образованието, а голем број застапници на новото бугарско образование се школуваат во руски образовни институции. Тоа е тоа, што да се каже. Значи, и во Неврокоп гледаме, и во Битола гледаме. А и за Охрид видовме, реално и за Солун видовме. Насекаде има... Тоа е начинот на Тоа е начинот на делување, доста надваѓа, генерално со руска помош. Има помош од некоја и од католици и од протестантска пропаганда, но генерално тоа е руска пропаганда и тоа е во склопот на целиот план за создавање на бугарска држава. Па види и денес со Комисијата за историја, за заедничка историја, така наречена од договорот за така наречено добрососедство, пријателство и соработка, како сотрудничество, имаме исто барање. Учебниците наши да ги адаптираме спрема како тие сакат. Спрема како тие сакат. Односно спрема руското гледање на историјата. Практично се враќаме малце на 1960-те години кога пак имаме таков судир од луѓе што завршиле во Русија или кои што доаѓаат од Бугарија, кои што сакаат да наметнат учебници со бугарското наречие или нешто такво тука, а локалните луѓе дават отпор на тоа на ист начин. И тука ќе завршиме само со една мала белешка од конзулот Ступин за што бил учител, каква позиција имал, бидејќи денеска ние ги гледаме тие луѓе како нешто големо и влијателно, всушност учителите биле прилично жални суштества во оно време. Конзулот Ступин за позицијата на учителот во Османиската империја вели: учителот е жално суштество, едноставен работник на ден, наемен слуга во очите на старешините и речиси предмет на универзален презир, примајки оскудна плата. Да. Тоа е било реалната позиција и така ги гледале учителите. Меѓутоа сега благодарение на пропагандите учителите добиваат шанса да станат многу влијателни лидери на одредени партии и движења. И имаше една студија, ја читав порано, многу интересна од западен автор, меѓутоа сега не можам повеќе да ја најдам, а имаше многу интересното име Kill the Teacher. Уби го учителот. И тој баш истражуваше како имено преку учителите влегуваат и националните идеи, и црковните проблеми се создаваат, и после револуционерните организации одат преку тие училишта, училишни врски и преку учителите реално погледнато. И гледаме дека навистина и читав минатиот пат од Шапкарев кој што е учител, Миладинов е учител и многу други, тие се учители. И имено преку нив реално влегува во тој период пропаганда. Бидејќи има таква позиција, нели, да имат И директно нивната влијание. позиција, прво тие може да влијаат, но второ тие имат малку слаба позиција, но имат во некој однос силна позиција, бидејќи понекогаш се користели како секретари од општините, кои што си постоеле во старо време, црковната општина која што си постоела, нели, ги користела како секретари и тие можеле да прават манипулации. Шапкарев примерно се фали дека тој е виновен за расколот што се случил крајниот меѓу Охрид и Цариград, Охриѓани и Цариграѓани, бидејќи Охридската црковна општина побарала од патријаршите да им стави нов владика, да го тргне овој корумпираниот, нели, кој што земал повеќе даноци. Заборавив тоа, третиот греф на Милетије барал повеќе пари. И тоа исто не се проштава. И луѓето се интересираат од своите пари. И тоа што побарале од патријаршите било понуделе 3 кандидатури. Две од нив по словенска линија, едната на не словен за да покаже дека се кооперативни, дека сакат да им се прати саглам човек. Нели, тоа е целата работа. Шапкарев се фали дека бидејќи му дале писмото тој да го пушти, кога видел какво е писмото, тој го скинал, напишал друго писмо во кое што барал тројца, кој што сите се по словенска, словенофилска линија и кога патријаршите го добила писмото, тие кажат: "О, тоа тука не е незадоволство против Мелетиј, тоа е фактички националистичка руска пропаганда или нешто слично. Тоа во никој случај нема да го прифатиме и тие застанале зад Мелетиј, Охриѓани тогаш се побуниле како може патријаршијата за таков корумпиран тип да застане и гледаме како интервенирале измеѓу за да создадат конфликт каде што реално можело лесно да се реши. И така избива влијанието на такви луѓе, бидејќи наједнаш ќе стануваат лидери на партија. Пред тоа се даскалот. Тоа е тоа.
10 минути продолжуваме или тука? Па нема смисла да продолжиме бидејќи целина почнуваме целина во која што ќе ги прегледаме именно тие документи најранни за македонска свест и тоа не се само тие што се знаат, ќе видиме дури и некои кои што не се познати. Некои наши луѓе ги најдува, меѓутоа се зборуваат исклучително многу. За македонска свест македонска свест 1800 пред 1878. 78. Намерно ги одбрав така, цела група се документи и некои од нив зборуваат сосема јасно за тоа каква е била ситуацијата кај барем дел од македонците. И затоа што тоа е голема целина која што не може да завршиме, овде ќе завршиме, само ова да го резимираме. Гледаме дека бугарска пропаганда дојде прво од странство, инспирирана од Русија или до некаде од католичка и протестантска пропаганда, дојде многу досна во Македонија. 1860 година и понатаму беше исклучително слава, дури и во 1870-75 година, таа е ефемерна. Следниот пат ќе читаме дека и самите бугарски идеолози, како Шопов од тоа време, кажува дека тоа што го имале била тенка некоја тенок слој од луѓе кои што биле во корист на бугарштината, кои што ќе ги снема 1878 година и практично бугаризмот ќе биде нулиран со таа војна руско-турска, нема да се засили и Бугарија ќе треба понатаму после 1885 година да навлезе со нова пропаганда, со многу пари, со корупција, со завладување на црковните благајни, за да може да внесе бугарштина пак. И таму има документи, цитати кои што на неспецијалистите голем дел не им се познати, меѓутоа сосема ќе изјаснат каква е била ситуацијата. Бидејќи бугарска страна знаела, нема бугари во Македонија, како самосвест, нема такви. Треба да се создаде, тој директно кажа, треба да им родиме нова генерација. Нели, и ќе ја родиме во училиштето. И кога ќе кажеме дека 150 години многу слична, да не речам иста политика, исти односи имаат нашите соседи кон нас, токму на овде зародиш од кога се обидувале нели да ги операционализираат тие. И тогаш се појава тоа, нели, дај ми пари се чинам бугарин, бидејќи тие влегуваат со пари, со стипендии, со други можност за работа во Бугарија, влегуваат уште тогаш. И тоа е многу интересно навистина. Ако некој сака да свати каква е бугарската политика, само треба да види што кажуваат тие за Македонија и за македонското малцинство во Бугарија. Она што го кажува дека наводно ние го правиме, всушност тие го прават. Тоа е директна проекција. Проекција, да. Тие тврдат дека некој давал пари, некој да се пише во македонец. Јас во мој живот немам видено некој да има дадено пари на некој за да биде македонец. Тоа е толку против менталитетот на македонецот, дури менталитет во негативна смисла, да даде пари на некој друг за да биде македонец. Тоа нема шанси да се случи. Поскоро ќе му негира дека е македонец, отколку да му даде пари за да биде македонец. Меѓутоа, од бугарска страна тоа го имаме и во историска перспектива, документи од 19 век во кои што директно се гледа како тоа го прават и ние денеска го гледаме. Луѓето стануваат бугари за бугарски државјанство, да може да работат во странство, да работат или учат во Бугарија. Да, ЕУ име добар механизам. ЕУ е механизам, значи истата таа политика на купување души, како што ја нарекува Попарсов, екзархите дава пари и купува ветар. И са таа политика не запира, само единствено запира кога не може да се спроведе, како кога беше Југославија, нема шанси да влезеш овде, или сега во Грција не смеа да влезат, ама Македонија помала, притисната од секаде, сака да влезе во ЕУ, Бугарија држи таму влезу, така да се каже, вратата ја затворила и се отвори нова шанса, нова екзархиска политика во Македонија, нешто кое што само ќе ги влоши односите меѓу двата народи уште генерација напред, за жал, ама тоа се случува. И како заклучок, од денешно време, од тие 115.000 издадени пасоши во последните 25 години, ова е официјален податок од Министерството за правосудство на Бугарија, на пописот кај нас 3.504 луѓе се така да обидите постојат, ама не им се успешни. Исто како и во 1862 година и во 2026 година таа пропаганда не наоѓа. Иако тие за денес имаат објаснување, нели, една ноќ во 45-та година Тито измисли, или не, сега водат имало понад за 34-та, нели, кога биле измислени. Ама ајде, таа теза дека... Видиме во следниот пат дека тоа е многу поодамна, никој не го измислил. Всушност, зборот македонист, кој што тие го користат, е измислен во 1871 година од бугарски општественик. И денес го користат во негативна смисла, дека македонист... Како може Коминтерната во 1934 година да го измислил тоа нешто, кога во 1871 година нивен преродбеник го измислил самиот поем и ја опишал појавата која што според него ја видел 1860 година. Самиот збор македонизам е кованка која што создава Новаковиќ, мислам беше, да, во 1889 година. Значи, тој период, 1871 или 1889 година, тие ги создават и едната страна и другата создават имиња за појавата која што ја гледат именно на тој национален стремеж кај македонците. Барем кај елитата.
Благодарам. Уживање беше да се проследи и овој историски час и едве чекам да се видиме следен пат. Живи и здрави, се надевам ќе биде скоро. Ви благодарам и вас што останавте со нас до самиот крај. Вечерва со нас повторно беше нашиот пирински војвода и од неодамна надворешен член на Македонската академија на науки и уметности професор доктор Стојко Стојков. До следното гледање стандардна процедура. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте и извлекувајте сопствени заклучоци. Добра ноќ, Македонијо, главата горе.